Добар ден, криптоентузијасти, долго видео не чека денеска, така да можеме да почнеме веднаш. Нормално, според вашите гласови, значи на нашата Facebook, Facebook профил, како и на YouTube Community табот и на Twitter, значи сите гласови водеа кон тоа со 90% од гласовите, дека сакате апдейт на портфолио, време е да направиме, јас мислам, така да, не е лоша идеја тоа да го направиме сега. Сега, нормално, ова е нашето портфолио, со тоа што ова се моменталните застапености на сите овие категории во проценти и нормално овдека ги имаме сите нови купувања, со тоа што од последниот пат кога направивме апдейт, ова би било така речено барем уште 3-4 пати имаме да купено токени. Гледате и сами износот на токени кои што го имаме купено. Ако проверите на овие датуми наназад на нашиот Facebook профил, дефинитивно ќе најдете точно што сме купиле и во која вредност. Сега нормално, знаете и сами, не можеме тоа да ви го покажеме во износ, значи ви го покажуваме во проценти од вкупниот износ на портфолиото. Значи дека овдека на пример на 28 март се инвестирале 2% од тогашниот вкупен износ на портфолиото плюс во истото. Сега ова го правиме за да документираме како изгледаат сите купувања и продавања на нашето портфолио, со тоа што за оние кои што прв пат го гледаат, значи овој тип на видео на нашиот канал, значи во текот на целиот овој bull маркет, уште од почетокот, така речено крајот на bear маркетот, ние со жолти линии објавуваме точно каде и колкава количина од портфолиото ја алоцираме на пазарот, со цел да бидеме транспарентни и да може да видите и сами како алоцираме и како понатаму нормално ќе вадиме назад во однос на DCA стратегијата која што ја применуваме на овој канал. Значи DCA стратегијата, за тоа имате соодветни видеа, само запишете DCA или Dollar Cost Average на нашиот канал, ќе ги најдете 3 видеа кои што детално објаснуваат што и како правиме во однос на оваа стратегија. Накратко, значи ние практично голем дел, не голем, туку сите наши алокации до сега, прво во најдлабокиот дел bear маркетот, каде што може да видите и сами дека станува збор за солидни алокации од она што сме го добиле во претходниот bull маркет, значи ова е капитал кој што сме го чувале на страна и гледате и сами, значи тоа ние транспарентно го правиме веќе 2 години на каналот. После завршувањето на bear маркетот, буквално на самото дно, најголемиот дел од нашите алокации беа направени. Значи еве ги соодветните датуми, може да погледнете за секој од овие алокации, имаме соодветно видео назад. Значи ова е се транспарентно направено за да видите дека сосема успешно успеавме да го алоцираме дното во текот на претходниот bear маркет, со тоа што како се придвижуваме нагоре, така и нашите алокации стануваат се помали и помали и истите се само на доградба на портфолиото, односно до 10.6.2023 година ние официјално 100% од нашите, значи 10.6 е ова, тоест не, да, овдека би било практично, да. Значи до овој дел овдека ние го алоциравме 100% од претходното, од портфолиото на стейблкоини кои што ги имавме во претходниот bull маркет. Погледнете. Значи ние буквално сме алоцирале на самото дно, гледате каде се наоѓаме моментално, така. Значи, тоа е затоа што знаеме што правиме и затоа што ова го правиме веќе долго време, со тоа што како што кажав, сите овие што ги гледате овдека се најчесто алоцирање по многу помали количини, но гледате и сами. Значи ние DCA стратегијата која што ја применуваме е наменета со цел на после големи да речем корекции да алоцираме количина, без разлика дали е на почетокот во оваа ситуација на крајот од bear маркетот или пак е во напредниот стадиум каде што моментално се наоѓаме. Идејата е секогаш алоцираме после корекција. Ретко кога се случува ова алоцирање, кога очекуваме дека пазарот ќе има поголем скок. Но во оваа ситуација на пример бевме грешка, но гледате дека после секоја голема корекција ние практично имаме алоцирано на пазарот пред да почне пазарот да се движи нагоре, така. Значи ако продолжиме понаму, значи во однос на алоцирањето кое што го имаме, најчесто истото доаѓало пред исчекување за памп, погледнете, затоа што веќе немаме bear маркет, или пак кога сме добиле некои големи вести и во исчекување на уште поголем памп, погледнете. Значи ние целиот овој акумулационен период сме го акумулирале и добивме памп. Што е тоа? Тоа е уствари делот со Bitcoin spot ETF, кој што знаевме дека ќе го придвижи пазарот нагоре, тоа и се случи, и како пазар се придвижуваше нагоре, така ние дополнително учествувавме во него. Сега во последниот дел, значи после овој памп, гледате дека пак на некој начин се обидуваме што можеме повеќе тоа да го правиме после корекции, погледнете. Значи после голема корекција ние направивме 2 алокации на практично самото дно. Овдека затоа што очекувавме дека оваа корекција е завршена, имаше шанси истата да продолжи нагоре, тоа не се случи, но гледате, повторно, после корекција алокација. Целата оваа корекција погледнете, значи како се движиме надолу, така ние повеќе и повеќе алоцираме, затоа што кажавме дека во делот кога беше самиот халвинг,
рековме дека нема да навлегуваме во пазарот и тоа го правевме, значи имаме само една алокација, за разлика од тоа погледнете колку голем период ние немавме никаква алокација, но сега веќе кога халвингот е завршен, гледате дека се повеќе и повеќе алоцираме и понатаму на пазарот. Зошто е тоа така? Затоа што се уште веруваме дека се наоѓаме во акумулациона фаза, која што на некој начин допрва ќе не исфрли во следниот бул маркет. Значи очекувам дека бул маркетот активно се уште не е ниту почнат. Затоа и последната алокација не беше на 30 април во износ од 2%. Се тоа е документирано, сега да не навлегуваме кога и што сме купили, значи тоа го објавуваме постојано на пазарот. Сега ќе навлегуваме во како изгледа нашето портфолио после практично нели целиот овој период, значи на некој начин пазарот гледаме дека постепено се смирува. Сега веќе можеме активно да разговараме за како изгледа нашето портфолио. Значи откако цените паднаа, да купивме и сето тоа, моментално ова е новата структура на портфолиото, каде што многу од коините се измешаа, значи имаше некои коини кои што беа во топ 5 како оптимизм, сега се доста доле и така натаму, и обратно имавме коини кои што се наоѓаат доста доле, но сега се во, да речем, топ 10. Сега, ова е новиот начин како ги представува коините CoinGecko и е доста подобро затоа што може многу јасно да видите колку е застапеноста на нашето портфолио за секој од овие коини, со тоа што денеска ќе направиме за 6 коини, значи ова се 6 коини за кои што ќе алоцираме, ќе разборуваме, тоа се првите топ 6 коини во нашето портфолио со техничка анализа и вести. Сега откако поминавме, објаснивме како сето тоа изгледа. Значи пред да продолжам со коините поединечно, би сакал само да опфатам уште една интересна работа, а тоа е, значи ако се сеќавате, не е само во однос со тоа колку имаме пари во портфолиото, туку и како истите се распределени. Значи ако се сеќавате, ние разговаравме дека ќе работиме на диверсификација на портфолиото. Моментално тоа не го правиме активно со, да речам, претварање на количина на коини од едни во други, како што например би било во случајов ако променам сега Ethereum во не знам нешто друго, така на тој начин би направил намалување на smart contracts во моето портфолио, би зголемил некоја друга категорија. Туку тоа го правиме преку активно инвестирање, односно овие инвестиции кои што ги гледате овдека се во алткоини. Значи многу ретко се случува да инвестираме во оние први топ 2, 3, 4 коини кои што ги имаме, затоа што тие алокации ги направивме во најдлабокиот дел и имам солидна алокација на истите, сакам да се зголемам во другите категории. Што тоа значи? Значи во последно време сигурно сте приметиле дека алоцираме многу повеќе на Render, на AnkX, дури и на Uniswap, после нели коригирањето на цената. Значи се обидувам да ги зголемам позициите на овие коини, дури вклучувајќи го тука и ICP. Значи тоа се коини категории кои што очекувам да ќе бидат многу добри овој bull market. Зошто го велам тоа? Значи и понатаму имаме околу 30% smart contracts, значи тоа се layer 1 солуции, но зошто е тоа така? Кога добиваме ваков тип на голема корекција на пазарот, за жал, најголемите проекти понатаму остануваат во смарт контракт. Значи ако погледнеме на самиот чарт на нели маркет капитализација на CoinGecko или на било која страна, ќе видиме дека најголемите проекти понатаму остануваат layer 1. Топ 10 проекти се практично layer 1, така. Зошто е тоа така? Затоа што истите се најсигурни, така. Значи и затоа и најмалку губат на својата вредност. И затоа гледаме дека моментално повторно имаме околу 30% изложеност на смарт контракт на layer 1, затоа што за разлика од овие коини, другите многу повеќе се коригираа. Па затоа и се намали нивната вредност во однос на проценти по категорија во нашето портфолио. Се разбираме? Додека беше многу поинаку, например, кога се наоѓавме на апсолутниот врв, кога се наоѓавме овде, така. Не се секирате, тоа ќе се врати, затоа што колку повеќе се коригираат надолу, толку повеќе се коригираат и нагоре. Тоа е онаа клетва која што доаѓа со мал маркет кап, односно колку е поголем маркет капот, толку потешко се движи цената во една и во друга насока, но и обратно. Колку е помал маркет капот, толку е поголема потенцијалноста за движење нагоре и тоа со многу поголемо темпо, со многу побрзи скокови за разлика од поголемите проекти. Сега, и понатаму остануваме со 30% во layer 1, layer 2, значи овде имаме Matic и Optimism, вкупно 11,18, 11% да речеме, што сум сосема задоволен. Сега ова е дел од диверсификација кој што ја кажував дека во текот на bull маркетот ќе сакам да имам од сите овие проекти по многу повеќе, за разлика од layer 1, затоа што layer 1 е сигурен добитник и веќе имаме солидни добивки во овие проекти како што се Ethereum, ADA, DOT и така натаму, но би сакал многу повеќе во овие помали маркет капитализации во другите групи затоа што имаат многу голем потенцијал. Но тоа постепено, како што кажав, за сега тоа го правиме со алоцирање во овие категории, понатаму потенцијално може и да извадиме некои од овие коини кои што ги имаме и одредена количина да реалоцираме на некои од овие коини кои што имаат помала маркет капитализација, а имаат доста, да речем, популарна категорија овој bull маркет, на пример, така. Сега, следно стейблкоин, значи ова не се стейблкоини де факто, туку е Shen. Значи ова е нели Shen и Jet,
проектот кој што го имаме на Cardano, тоа е овој over-collateralized проект за stablecoin, каде што JET е stablecoinот во противредност на $1, но во вредност на ADA. Значи вредноста која што стои позади него во overcollateralizacija е ADA, а Shen токенот служи како токен кој што нели стабилизира вредноста на JET. Како и да е, значи јас верувам во ADA, верувам во Cardano и затоа имам и влез во овој проект, затоа што ова беше првиот официјален стейблкоин кој што е матичен на ADA. А сега со тоа што Коти, како основоположник и креатор на овој проект, моментално се придвижува како Layer 2 на Ethereum, потенцијално може да ми донесе удел и во Ethereum. Затоа што ако се премести оној кој што го креирал JET и Shen проектот, веројатно и JET и Shen проектот ќе биде достапен и на Ethereum, што е доста добро за нас. Тоа е уникатен стейблкоин од ваков вид и Shen токенот добива на вредност кога JET токенот се користи. Така да останува да видиме, но ова е мала локација која што може да ни донесе доста потенцијално голем профит, да се надеваме нормално. Дигитални валути, ова е XRP со 10,16% и понатаму останува вториот по големина коин во нашето портфолио. ICP, Internet of Things, овдека ние IOTA, VET и сите останати ISO 20022 коини, како што е HBAR, како што е Quant, како што е XDC, кои што во вкупна количина има 11,5%. Значи IoT е во оваа ситуација, односно Internet of Things, само VET и IOTA се клучно IoT. Додека Quant, например, има удел во IoT, но е повеќе over ledger, односно layer 1. Како и да е, значи ги ставам оваа категорија со цел да можем да имам некоја контрола за тоа како ми напредува ISO 20022 портфолиото на страна од XRP, затоа што ги имам поголемиот дел од коините кои што се дел од ова, нели, да речем оваа категорија, со исклучок на XLM кој што не гледам причина да го имам поради тоа што веќе имам XRP во портфолио и Algo кој што се наоѓа во смарт контракт, додека сите останати, како што кажавме, значи во ISO 20022 не спаѓаат, како што кажав, HBAR, Quant, XDC, така да во оваа ситуација е добро да ги имам на страна и нормално Algo во смарт контракт и XRP во digital currencies. Така ми се организирани со цел да имам, нели, да имам увид во тоа што се случува, нели, во оваа ситуација. Сега Exchange Coins, можеби ако сте го гледале последното портфолио, имавме некоја мала количина, тоа беше BNB, истите ги променив да ви кажам право и ги внесов во рендер. Тоа бе некоја многу мала количина на BNB кој што ги имав заради тоа што работам постојано на Binance. Internet of Things, веќе го кажавме, DeFi, ова е Uniswap, ако се сеќавате направивме голема алокација на Uniswap, моментално имам 4,5%, верувам многу во Uniswap, дури и да има проблем со нели SEC, значи ова е една од работите кои што гледам дека постојано ми се замерува, значи SEC е буквално на чекор да си го добие своето и тоа од Конгресот на Мурика. Не заборавајте дека Конгресот е на SEC, така да во оваа ситуација за Uniswap, за Coinbase, за XRP, за сите, ќе си го добие поштено, нели, само со време. Сега во случајот, значи пак ќе напоменам, ја не гледам никаква причина да се губи на вредност во Uniswap, затоа што има некаков си случај со SEC. Гледаме дека тоа веќе не важи ништо, да, можеби пред еден bull market беше големото апо, дека ако те тужи SEC тоа е тоа, гледаме дека не е таа ситуација повеќе. Значи пред еден bull market се зборуваше како ако те тужи SEC, тука е готово, заврши твоето, готово, заеби го тој проект. Гледаме дека не е така. Coinbase е моментално во тужба на SEC, а е најголемата и најактивна менувачница во Мурика. Гледаме дека акциите, затоа што има IPO, Initial Public Offering, гледаме дека акциите нејзини постојано растат, гледаме дека Base Layer 2 протоколот е доста активен, така да веќе тоа не важи ништо, затоа и алоцирав повторно во Uniswap. Lending and Borrowing, ова е еден од микро, значи ова е ретко се наоѓа во моето портфолио, Alchemy Pay, Lending and Borrowing, затоа што истиот представува онлайн банкомат. Веќе сме разговарале многу за сите овие коини, имате свој видео во плейлистата анализа на коини и токени. Ова е само на кратко кажувам затоа што многу од луѓето веќе доста јасно разбираат што се случува со моето портфолио и е многу лесно да се објасни ова на брзинка да видиме што се случува категорија по категорија. Така да во оваа ситуација Alchemy Pay е голем процент, искрено ви кажувам, значи јас во вакви мали проекти никогаш не би ставил 3% да немаше толку голема поддршка од големи играчи како што тоа го има Alchemy Pay, па затоа и 3,14% од моето портфолио се наоѓа во Alchemy Pay. Очекувам доста, иако би сакал да имам и потенцијално AAV, но сега Alchemy Pay е доволен барем да имам застапеност во Lending and Borrowing, во случај да имаме повторно бум во DeFi секторот, затоа што ако имаме бум во DeFi секторот, веќе имам Uniswap, имам Alchemy Pay, верувам дека активно ќе добијам на тој аспект. Сега,
за оние кои што се нови, кои што им е чудно зошто толку се фокусираме на категории, значи веќе спомнавме, видовте и сами имаше AI pump, така во последниве да речем неколку месеци, поради тоа што AI категоријата како таква поради X причини беше популарна. Тоа се случува многу често во крипто и затоа е паметно да имате во различни категории одредена алокација, со цел ако ова се случи повторно да имате застапеност на токени кои што потенцијално ќе експлодираат. Така да во оваа ситуација, затоа и имам во DeFi Lending and Borrowing. Следене Artificial Intelligence и Decentralized Physical Infrastructure, кои што се, како што кажав, според мене, потенцијално најдобриот гейнер во овој bull market, затоа и гледате дека нашата алокација во последните месеци драстично скокна, овдека немавме ни околу 5%, сега имаме 11,33%, меѓу кои главните два коини кои што ги поседуваме се Render и Agix, за кои што ќе разговараме. Само да видам, Render не е денес и Agix ќе бидат во текот на утрешното видео. Сега, зошто кажавме? Затоа што се нови категории, значи како една категорија да речеме во оваа ситуација, нешто што можеби сме го имале во претходните bull маркети, но воопшто не било познато, иако било со застапено со многу помали проекти, со многу помала маркет капитализација. Во овој bull маркет гледаме дека тоа ќе биде сосема друга приказна, посебно кога имаме ваков тип на развој помеѓу големи актери како Google, како Microsoft, како Nvidia. Сето тоа моментално го влече целиот овој сектор нагоре. Со тоа што, како што кажав, Agix веќе има голема предност затоа што со Fetch и со Ocean планираат да направат, нели, како кажавме, колектив. Затоа малку подоцна, но како и да е, значи ова е битниот дел зашто ги имам застапено доста ова да речем категорија и пак ќе кажам, очекувам многу од истата. Имам мала количина во Metaverse, како што кажав, ова сакам да го зголемам, станува збор за Sand токени. Тоа е, нели, Metaverse Sandbox, кој што пак ќе кажем, јас очекувам дека ќе има најдобар перформанс овој циклус исто така. Гледам дека повторно има доста голема активност, доста многу партнери, така да не гледам причина зашто Sand не би имал повторно добар перформанс овој bull market. Како и да е, Metaverse сигурно треба да имам во портфолиото, значи јас зборувам за себе си, не зборувам за вас. Ова не е ниту по точка разно финансиски совет, ова ви кажувам што јас гледам и што јас сакам да имам овој bull market од искуството кое што го имам претходните два bull маркети. Gaming, многу мала количина на IMX токени 0,42, ова е количина која што ја направив во претходниот bull market. Значи имаше интересна игра, Gods Unchained ја играв и ова е буквално од токените кои што ги имам продадено, тоа се извинувам, картите кои што ги имам продадено, дури имам уште неколку големи карти кои што се уште се за продажба. Кога тоа ќе се случи, ја верувам дека ова потенцијално би се зголемило дури не 1%, но треба да го зголемам ова. Имам и некои engine токени исто така, како што ви кажав, тоа е од Polkadot Crowdloan, но треба да го зголемам ова дефинитивно и треба да се инвестира малку повеќе и повторно, значи ваков тип на проекти како IMX сум доста заинтересиран, потенцијално Engine, веќе сме спомнале, тие се двата токени кои што ме интересираат конкретно од гейминг. Зошто погледнете, значи има видеа за двата токени. Storage, ова е ICP со 7,5% за кој што ќе разговараме и денеска, иако ICP не е матично Storage, јас во моето портфолио го рачунам како Storage токен затоа што неговите цилиндри се уникатна технологија која што покрај се останато ви дозволува и Storage да правите, значи онлайн Storage кој што може да го закупите за самите себе си и е целосно децентрализиран, па затоа е ставен заедно со Arweave и Filecoin и 7,5% ако мене прашувате е дури и малку. Јас алоцирав пред некое време уште некоја количина во ICP и верувам дека неговата цена е крајно мала, затоа ќе разговараме сега кога ќе почнеме со самата презентација на еден токен по еден токен. Знам, денеска ќе биде долго видеото, но тоа е реалноста, нема поинаку како се објасни ова. И Oracle 6,75, Link апсолутен шампион, ја не гледам причина зашто би имал ништо друго освен Link. Сега, тоа е во однос на алокациите. Сега можеме да почнеме со коин еден по еден. Значи техничка анализа прво на Ethereum, можеме да видиме и сами дека од овој последен пат кој што го направи, ова беше очекувано затоа што денко надграбата беше успешна, стандардна работа од Buy the Rumor Sell the News, истата ситуација беше и со Шангај апгрейдот ако се сеќавате. Значи буквално добивме очекувана корекција која што моментално ја гледаме на пазарот, достигнавме неверојатни $4,000 и сега моментално од ова да речем големо придвижување нагоре, корекцијата гледаме дека се придвижи до 50% од Фибоначи секвенцата, додека доколку се придвижиме на дневно ниво, можеме да видиме и многу појасно дека станува збор за стандардна флаг формација. Значи, знаме со тоа што следниот скок, верувам дека оваа цена потенцијално од испаѓањето од овој канал нагоре може да ја доведе до ова ниво, а тоа е $5,000, што е месечен левел односно претходниот all time high. Така да гледате и сами, значи ова буквално ако сега испадне од оваа да речем корекција, гледаме дека тоа е следната мета.
Не велам дека веднаш ќе се случи, но ова е официјално тоа што го очекувам од Ethereum, посебно со оглед на фактот дека моментално индикаторите се доста доста ресетирани. Ако се сеќавате, тоа го кажувавме веќе многу пати, сега ќе го погледнеме на сите овие коини посебно. Во претходниот пат имавме многу големо вжештување, погледнете. RSI на неделно ниво достигна 83. Нешто последен пат видено, погледнете кога, во претходниот bull market, така. И добро е тоа што добивме голема корекција од 83 RSI до неверојатни 58-57, што значи дека сега повторно може да разговараме за скок, со тоа што сток RSI се намали на 8. MACD гледаме дека се придвижи доста надолу, значи голема корекција, и во оваа ситуација, иако корекцијата нагоре не е почната, тоа прво би го виделе во VWAP, но гледаме дека имаме големо ресетирање на индикаторите. Тоа е најбитниот дел. Оно што постојано го разговаравме, бевме премногу вжештени на самиот почеток на овој bull market. Истото можеме да го видиме и кога станува збор за market cap. Јас за тоа, например, нема како цена, ќе го гледаме како market cap, гледаме дека се поголем интерес има, значи ова е практично bear market од 2023 година, се поголем интерес има за Ethereum нормално, со тоа што, нормално е да имаме корекција, ништо не се движи само нагоре, и гледаме дека првиот скок во овој bull market е завршен, ова сега потенцијално ќе биде втор. Гледаме дека market capот се движи точно како што треба, односно и понатаму имаме напредок на Ethereum, буквално како и секој bull market претходно. Значи нормално е да имаме корекции и нормално да очекуваме, истиот да продолжи да се движи со корекции потоцна и нагоре. Зошто е ова вака? Како што кажав, значи веќе историски докажано, кога ќе имаме Bitcoin halving, знаете и сами, имаме на некој начин стагнација или потенцијална корекција, тоа што го зборуваме веќе 3 месеци наназад. Во моментот кога тоа ќе се случи, кога оваа корекција на Bitcoin ќе заврши, тогаш дури после неколку месеци од моментот кога ќе имаме скок на Bitcoin, добиваме outperformance на Ethereum и останатите алткоини. Значи, само ќе го покажем ова на брзинка, затоа што многу пати сме го зборувале, но многу од луѓето се исплашени. Значи, само една интересна, да речем, да видите како тоа изгледа во однос со претходниот халвинг, баш тука го објаснувавме претходниот пат. Значи, погледнете, ова е претходниот халвинг, така. Значи, ако овдека ги додадеме коините кои што веќе сме ги имале претходниот, како што се, например, право Ethereum, веќе го ставиме. Значи, ова мораме да го покажуваме постојано, затоа што многу луѓето не разбираат дека е потребно време за сето ова да се активира и сето ова да почне да се движи. Затоа и сега моментално ќе покажеме некои од најстарите коини, TRX USD, значи да видите како тоа изгледа. Погледнете. После халвингот, погледнете. Значи, ние сме имале стагнација и намалување од цената од, така речено, мај па до крајот на јули, средината на јули, и потоа сме имале голем скок. Но голем скок за алткоините дошло дури во ноември. Значи, после 5 месеци, се разбираме, но погледнете го скокот кој што го имале. Овдека имаме Binance Coin, Tron и Ethereum, кои што беа активни и големи во текот на 2021, така. Значи, некои кои што имаат историја, кои што можеме да ги споредиме. Така да, ова е битната работа која што треба да забележите. Потребно е време, прво, Bitcoin да направи голем раст во текот на после халвингот, за потоа тоа да се префрли на алткоините. Така да, престанете да се жалите, ова што го гледаме е сосема нормално, ова не е ништо надвор од нормалното, и затоа оваа стагнација, ако мене прашувате, е одличен момент за купување. Гледате и сами дека ова не е ништо ново, е веќе видено. Така да, не очекувате дека утре ќе имаме нов all-time high, но битно е да гледаме каде се тоа се движи. А во однос на вести, тоа е уште повеќе потврдено, значи до сега гледаме дека постојано се оди со напредување, Ethereum и понатаму се движи според родмапот кој што го поседува, и гледаме дека постепено се случуваат сите оние надграбби кои што се битни за да имаме прво Denk sharding, значи веќе имавме почетокот на Denku надграббата, значи на така речено прото Denk sharding, и гледаме дека сето тоа се движи во правилна насока. Официјално успеавме после Denku надграббата, гледате и сами. Значи ова беше претходно пред Denku надграббата како изгледаат Layer 2 со Ethereum. Сега веќе гледаме дека се повеќе и повеќе трансакциите на Ethereum се спроведуваат на Layer 2. Повеќе за Denku надграббата имаме соодветно видео, сега да не должиме. Идејата е дека моментално се поевтинети многу трансакциите на Layer 2 и затоа гледаме дека ова големо користење на Layer 2, овој голем скок, каде што моментално гледате успеале да достигнат Layer 2, значи ова се Layer 2 чейновите кои што се дел од Ethereum, до 182 трансакции во секунда наспроти 14,3 трансакции на Ethereum, значи дека голема помош моментално на Ethereum е
користењето на Layer 2-ките и гледаме дека тоа успешно се прави. Гледаме дека се повеќе и повеќе станува нормално да се користат Layer 2-ките, што уствари беше планот, беше идејата на Денкун. Да не забораваме дека само пред неколку дена имавме официјално отварање на првиот Ethereum Spot ETF, кој што беше во Хонг Конг. Да, гледам дека не е импресивен, гледам дека многу од луѓето се жалат, само вака ќе ви кажам, значи станува збор за прв од ваков вид, значи во најмала рака тоа е само уште една продавница која што продава Ethereum. Има огромна потреба, значи огромна побарувачка за Ethereum. Значи ако така гледате веќе на работите, да, тоа што продавницата која што отвориле првиот ден не продала многу, не значи дека нема да продаде во иднина, се разбираме. Така и во оваа ситуација, значи не гледам зашто толку се препаѓа, да, можеби кратко трајно можеби ќе даде некоја негативна корекција на Ethereum, но генерално јас не гледам причина зошто одека страф од ова. Значи уште еднаш ќе напоменам, сите овие спот ETF, без разлика дали се на биткоин, Ethereum или било кој коин, се само пристап до капиталот на 1% најбогатите во светот, да се разбереме. Тоа не значи дека во Хонг Конг вие не можете сега моментално да купите Ethereum наменувачница. Ова значи дека само компаниите кои што се најголеми во Хонг Конг и во таа, да речем, берза и во тој предел, нема да може да купат или пак се уште не почнале да купуваат Ethereum преку Spot ETF, така речено, нели, оној кој што го имаат моментално наменувачницата. Како и да е, значи ова не кажува ништо, само дека имаат слаб старт, ништо повеќе, битно е дека постои. Така да, кога ќе почнеме да влегуваме во следниот bull market, верувам дека ќе се вратиме на ситуацијата каде што многу од овие големи компании ќе почнат да користат Spot ETF, нели, Ethereum Spot ETF во Хонг Конг, кога ќе бидат се интересирани, затоа што има веќе достап, така. Значи тоа е како да имате опција каде да купите, не значи дека треба да купите, само имате опцијата. Што значи дека тоа е само позитивно, значи не може да биде негативно, никако. Ево, моментално еден од најголемите проблеми кои што го имаме, тоа е дека нели ретардираните од СЕК, односно Комисијата за хартија од вредност во Мурика, и понатаму се закануваат дека ќе го прогласат Ethereum за хартија од вредност. Тоа не менува ништо генерално, менува само во однос на што го очекуваме, да речем, самиот Ethereum Spot ETF. Сега, како тоа ќе се движи, не можеме да знаеме со сигурност, че ова е изјава на Майкл Сейлор, дали истата ќе се потврди или не останува да видиме, но се повеќе и повеќе изгледа дека тоа ќе биде така. Зошто го велам ова? Затоа што ако се сеќавате, значи веќе неколку пати напоменуваме дека имаме одлагање на сите оние кои што моментално имаат поднесено апликации за овој Spot ETF. Сега проблемот во целата оваа ситуација што е? Што колку повеќе се одложуваат и колку повеќе немаме активни преговори помеѓу апликантите и СЕК, толку поголема веројатност дека ова навистина ќе се случи. Ако се сеќавате самиот Балхунас, кој што уствари беше, нели, стручњакот кој што не водеше во претходниот ETF, буквално наговести дека е мала шансата да се случи одобрување на Ethereum Spot ETF, но тоа не значи дека нема да се случи, ако ништо друго, барем може да се случи, но малку подоцна. Од друга страна, некои од овие апликанти веќе активно кажаа дека се сигурност ќе го тужат СЕК доколку не го одобрат Ethereum Spot ETF и овој пат има многу голем покритие за тоа да го направат. Многу од луѓето кои што, да речем, го следеа Bitcoin Spot ETF, велеа дека нема шанси Grayscale да добие на суд кога го тужеше СЕК дека, нели, не им одобрува да го промени нивниот фонд за биткоин во Bitcoin Spot ETF и испада дека се грешка. Сега јас верувам дека има уште помала шанса СЕК да победи, потенцијално ако некој ги тужи од овие апликанти. Зошто е тоа така? Прво погледнете го калибарот на луѓето кои што ве тужат. Значи не ве тужи вас некоја петопарачка компанија, вас ве тужи Grayscale, третата најголема корпорација во светот. Вас ве тужи Invesco, петата најголема корпорација во светот. Да не зборуваме дека овде го имате и BlackRock, кој што е првата најголема корпорација во светот. Така да во оваа ситуација врз основа на оно што веќе го добија од судот, кога се претвараше Grayscale Bitcoin Spot ETF кој што ден денеска крвари, во Bitcoin Spot ETF, верувам дека е мала шансата судот да не одобри потенцијално, тоест не може судот да го одобри тоа, но судот може, како што беше во претходната ситуација, да им наложи на СЕК да го преиспитаат своето одлучување и нели да одлучат во позитива на потенцијално Ethereum Spot ETF, посебно затоа што веќе постои ваков тип на Spot ETF во оваа технологија како што е, нели, Bitcoin Spot ETF. Претходно не постоеше. Немаше врз основа на што да бараат дека, нели, еве, исполнети се критериумите, веќе постои таков пример на пазарот, мора да одобрите. Сега има. Сега значи вие активно имате Bitcoin Spot ETF, што значи дека нема логика да не одобрите Ethereum Spot ETF, иако на Гери Гангстер тоа не му се допаѓа, се разбираме. Со тоа што дополнително е уште една интересна работа, значи веќе е кажано дека викнате Гери Гангстер пред Конгресот и овој пат повторно ќе се случи истото, значи ако се сеќавате Патрик Мехенри, уствари главниот на
Комисијата за финансиски прашања при Конгресот на Мурика, кој што последниот пат буквално го грилаше. Значи, беше интересно да се гледа како се поти Гери Гангстер, но како идеја, значи ова нема да може да оди целосно, постојано. Претходниот пат кога Гери Гангстер зборуваше пред Конгресот, истиот до тој момент немаше ниту една изгубена одлука пред суд. Сега има 3. Така да дека му мисли што ќе прави, се разбираме. Значи сега официјално има 3 изгубени поред и сега не знам како ќе се правда пред Конгресот кога дополнително се гледа дека притисокот и понатаму се зголемува. Од друга страна Конгресот моментално после завршувањето на оваа ситуација со законот за помош на Украина, Израел и Тајван е завршен, сега веќе многу повеќе може да се фокусира на овој дел. Така да со ова зголемена, да речем, концентрација на Конгресот врз криптосекторот, посебно првенствено врз stablecoin bill, значи тоа е нешто што моментално се обидуваат да го одлучат, а тоа е да имаме соодветно законодавство за стейблкоини, значи се повеќе ќе се врши притисок врз ретардираните од СЕК за да престанат да користат овој Хауи тест каде што не му е местото. Како и да е, значи останува да видиме, но ја пак ќе напоменам, не гледам ништо негативно за Етериум, ова е само моментални прешки кои што порано или после ќе престанат да постојат, првенствено кога ќе го останат Гери Гангстер. Како и да е, понатаму Етериум продолжува да работи со исто темпо, гледаме дека Етериум моментално со RVA, значи тоа е уште една работа која што треба да спомнеме. Ако се сеќавате, значи Етериум буквално станува се поголем и го има се повеќе сегде. Значи ако се сеќавате, еве уште една use case кој што моментално го имаме, а тоа е US Treasuries, односно BlackRock, ако се сеќавате, направи своја, само да го зголемиме за да видите како тоа изгледа. Значи BlackRock направи своја платформа на која што планира да токенизира Treasuries, а понатаму и други нормално акции или харти од вредност. Погледнете. Значи ова е успехот на BlackRock. Значи од нигде буквално го превзема првото место и моментално BlackRock има повеќе од 384 милиони инвестирани во оваа платформа, а истата на Ethereum. Тоа треба да ви кажува, значи колку моментално е заинтересиран BlackRock конкретно за Ethereum и колку оваа токенизација на се која што ја планира BlackRock е директно поврзана со Ethereum. Така да во оваа ситуација, верувајте ми, BlackRock ќе се бори многу за Ethereum спот ETF, без разлика дали истиот ќе го добиеме овој мај или ќе го добиеме понатаму, не знам, за 5-6 месеци. Како и да е, значи неминовно е. Мене ако ме прашувате, ова глупости што изборува Майкл Селор немаат врска. Погледнете го вчерашното видео кое што зборувам во детали за ова. Значи таму објаснувам дека таа идеја дека само биткоин има иднина е смешна, но како и да е, секој одлучува за себе си, тоа е мое мислење. Ја верувам дека не само Ethereum, туку и многу други, но почнувајќи од Ethereum имаат голема иднина во криптосекторот, сето тоа со време. Следен коин за кој што треба да зборуваме е Ripple, кој што го имам со 10,17%. Да, многу од вас ми замеруваат, секако, на крајот од денот секој одлучува за себе си. Значи прво да направиме една кратка техничка анализа, да видиме што се случува со овој коин. Во техничката анализа и понатаму можеме да видиме дека го имаме најголемиот триаголник кој што некогаш сум го видел во историјата на техничка анализа, кој што започнува уште од далечната 2018 година и тоа на самиот почеток, па до денеска, што активно му дава некои 6 години акумулација на овој триаголник пред истиот да се прекаши нагоре, како што кажавме, со тоа што повторно. Не реков дека тоа ќе се случи веднаш, но погледнете, за разлика од другите коини, значи RSI на месечно ниво на XRP не е помрднат веќе со години, значи дека има доста голем простор за придвижување нагоре и гледаме дека веќе два bull маркети поред, значи имаме супресија на цената, баш поради истите тие ретардирани од SEC, што е во ред. Сега тоа е тоа, секој си ја работи работата, тоа е нивната работа, со тоа што гледаме дека веќе се завршува. Значи овој триаголник на големо се завршува, ова е последниот дел од истиот. Сега поентата е да видиме во која насока ќе се задржи, само што пак, значи ако немаме некоја голема паника на пазарот, само во една насока може да се заврши. Значи надоле би имало само доколку имаме некое сосема непредвидено, не знам, како што кажав, нуклеарна војна, како што видовме во оваа ситуација, значи овој пат каде што имавме потоп на пазарот поради лонг ликвидации и така натаму, но генерално на дневно ниво погледнете. Еден од најоладените, да речам, коини кои сум го видел, значи RSI се наоѓа на 45, сток RSI се наоѓа на 18, значи дека имаме голем простор за движење нагоре и понатаму, значи овдека макроанализа е потребна, микроанализа не гледам причина зошто би правеле. Уште еднаш ќе напоменам, најголемиот триаголник кој што некогаш сме го виделе во техничка анализа, јас поголем триаголник од ова не сум видел, барем не во крипто нормално, и очекувам многу од овој коин. Уште еднаш зошто моите причини сум ги кажал многу пати, ќе ги кажам уште еднаш, значи гледате и маркет капот горе доле е ист баш поради оваа триаголна значи формација, истиот не се променил, значи имавме многу мал пад да речам во претходниот bear маркет кој што на некој начин беше поради
нели ситуацијата со СЕК и затоа и не гледам причина зашто би, значи се што можеше лошо да му се случи на овој коин, се разбираме. Затоа и велам дека нема каде да оди освен нагоре. Повторно, че ова е мое гледиште, може би сум грешка, но затоа и многу пати зборуваме. Значи јас гледате дека немам 30%, 50% од моето портфолио во еден коин, туку имам 10, што значи дека 10% сум спремен да ги изгубам без никаков проблем, што и да се случи, затоа што верувам во овие проекти и дебело ги истражувам. Јас не ги ставам значи моите пари врз основа на некој ми кажал, туку ги ставам баш со дебело истражување. Значи дека на некој начин сето тоа истражување го правам со цел колку што можам повеќе да си дадам на себе си веројатност дека овие проекти ќе успеат. Па затоа и во оваа ситуација го имам ова, да речеме на некој начин инвестирано во Ripple 10,17%, со тоа што како што кажам истиот е, нели, единствениот кој што го имам во digital currencies и не гледам причина зашто би имал друг, јас не гледам поента зашто би имал Litecoin или Dash. Значи не гледам некоја посебна идеја за нив. За разлика од тоа, значи сега многу од вас ќе ми кажат исто е со XRP. Во ред, нели, секој одлучува за себе си. Пак ќе кажам, значи XRP е буквално црниот конј, оној темниот конј кој што го викаат во моето портфолио. Може нема да направи ништо, но може да направи и што велат американците face melting gains. Останува да видиме. Како и да е, значи на 6 мај сега моментално уште една паника, стандардна работа, секој 2 дена, се очекува одговор од страна на СЕК, но ова е последното. Тоа е најбитниот дел што треба да го забележиме. Значи конечно завршуваме. Тоа е, тоа веќе нема што да се дискутира, нема што да се поднесува. Значи 6 мај официјално тоа е последниот момент каде што има било каков тип на битна ствар што треба да се поднесе до судот, тоа е одговорот на практично одговорот на XRP, значи во оваа ситуација на Ripple. Во оваа ситуација СЕК треба да се произнесе нели за тоа што кажа Ripple дека не планира да плати 2 милиарди долари казна, туку 10 милиони и дека нема поента и така натаму, нема да навлегуваме во тоа. Идејата е дека сега веќе останува само една работа, а тоа е да се одлучи. Значи сега веќе на крајов останува само да се одлучи и да се заврши овој случај конечно, со тоа што оваа одлука, пак ќе кажам, не се однесува на XRP, дали е представува хартија вредност или не, туку се однесува на казната која што Ripple треба да ја плати за она една од 4 ставки по која што е најден виновен, а тоа е продажбата на хартија вредност на компании. Практично он продал XRP со договор на компании што уствари представува продажба на хартија вредност. Не ни интересира колку ќе плата, тоа е нивни проблем, нас ни е битно дека XRP понатаму не представува хартија вредност. Сега, уште еднаш, да не забораваме дека веќе го спомнавме, ќе го спомнам уште еднаш, значи моментално имаме голем напор од Конгрес да се донесе законодавство за стейблкоини. Сега, зошто е тоа битно за XRP? Затоа што ако се сеќавате, XRP веќе спомна, значи пред само еден месец, дека планира да прави свој стейблкоин на страна од XRP токенот, кој што ќе биде комплимент на XRP, нема да биде пречка, кој што во оваа ситуација значи ќе биде конкуренција на Tether и Circle. Сега, зошто е ова битно? Не знаеме каква ќе биде оваа легислатива на Конгресот, може да биде конкретно многу против Tether, например, затоа што ние не знаеме што ќе биде дозволено, а што нема да биде дозволено на оние кои што држат, нели, пример, државни резерви или кеш за да може да издаде стейблкоини. Тоа останува да видиме како ќе биде направено на самото законодавство, затоа што например со ова законодавство може например да се ограничи целосно работата на Tether. Останува да видиме. Во секој случај, значи ова е добро за Ripple затоа што Ripple со завршувањето на овој случај ќе има легитимитет и единствениот коин кој што ќе има правна рамка која што стои позади него, така да со таа правна рамка истиот може да има многу голема предност во однос на останатите коини и токени, кога станува збор за стейблкоинот кој што потенцијално би го изнел. Сега останува да видиме, но барем мене ако ме прашувате, јас верувам дека тоа е една од причините зашто Ripple сега сака да извади свој стейблкоин. Гледаме дека постепено се подобруваат условите за оваа компанија. Прво, како што кажавме, значи доколку заврши ова судење, конечно истата ќе може да се врати на американскиот пазар, да ги понуди своите услуги, својот токен XRP и така натаму. Дополнително со ова ако го понуди и ова како опција стейблкоин би било позитивно за Ripple, а нормално позитивно и за XRP. Сега останува да видиме дали истото тоа ќе се случи. Идејата е дека што е работа, ајде. Идејата е дека битно е, значи дека се движи во позитивна насока. Значи ова не е компанија која што стагнира, видовме дека лавовски се бореше како за својот статус, така и за статусот на целиот криптосектор и затоа нели, значи гледаме дека има голем потенцијал позади оваа компанија. Да не забораваме дека има еден куп бивши функционери од Америка вработени во истата, кои што иначе би требало големи пари за да ги платите. На секаде во светот е глобално,
имаме многу влади кои што ја повикуваат да помогне во креирање на CBDC, почнувајќи со Англија, Ирска и така натаму. Во оваа ситуација значи има доста други вести кои што се битни за неа. Прво, IPO, со тоа што најавија дека IPO не гледаат моментално поента да прават во Мурика, затоа што гледаме дека има лов на вештерки, истиот ќе продолжи, затоа најавуваат дека потенцијално initial public offering, односно истата да стане јавна компанија, планираат да го направат надвор од Америка во некоја друга држава, останува да видиме дали и кога, но како и да е, ова е голема работа, они спомнаа дека веднаш штом ќе се заврши случајот пред суд, планираат тоа да биде следниот чекор на Ripple, што би било одлично. Значи тоа ќе биде првата компанија во крипто која што ќе има свој initial public offering на страна од Coinbase, затоа што Coinbase нема свој коин и токен, така. Ова е компанија која што има активно свој коин, така да е доста битно, би било многу добро за XRP токенот. Но вест е тоа дека моментално SBI, тоа е големата групација од Јапонија, значи ако се сеќавате, јас ова ви го спомнав и многу луѓето не ми веруваа, еве го во истото во истиот овој артикл, само да ви покажам дека тоа е така, само да го најде, погледнете. Значи SBI, еве го тој дел што претходно го имав спомнато, сега еве го истото го има напишано овдека, дека партнерството помеѓу Ripple и оваа голема компанија SBI, тоа е огромна банкарска компанија во Јапонија, е уште од 2017 година вели, каде што сите remittance funds payments од Јапонија до Филипините се прават преку XRP Ledger. Сега, оваа компанија го зголемува тоа на цела Јапонија, односно сите трансакции, се што работи оваа банка ќе биде направено на XRP Ledger. Значи дека гледаме дека овие партнери кои што веќе Ripple ги има, се повеќе и повеќе користат неговите услуги. Уште еднаш да не забораваме, јас верувам дека ова ќе се зголеми уште повеќе во моментот кога конечно ќе заврши оваа, да речем, збрка со СЕК и ќе добие официјална пресуда, значи верувам дека ќе се зголеми многу ваквата соработка, ќе има многу банки кои што ќе го бараат Ripple. Значи тоа е мое очекување, дали ќе се случи останува да видиме. Значи ова е како кога имате практично продукт на пазарот, ако продуктот на пазарот е побарува, нормално и вашата компанија ќе расте. Така да кога ќе се заврши ова со судот, тогаш допрва ќе видиме, и ако има голем интерес, нормално ќе гледаме и напредок во цената на XRP токенот првенствено, што нас ни е најбитно. Сега дополнително да не забораваме дека XRP, односно Ripple, не чека само на тоа. Значи Ripple во меѓувреме работи на многу други ствари. Една од тие е CBDC платформата. Еве, значи буквално убаво кажано, Daily Coin, значи CBDC платформата е најдобрата шанса на Ripple за mass adoption. Односно, како што веќе кажавме, има големи земји кои што моментално стојат во позадина на ова платформа, иако самиот Ripple не може да ги најави официјално, значи оние кои што официјално веќе ги има најавено се Колумбија, Бутан, Палао и Монтенегро, со тоа што значи ова се официјално каде што веќе се работи на CBDC проект, значи овие цели држави ќе имаат CBDC проект базиран на XRP Ledger-от, додека има уште 20 други централни банки кои што работат со Ripple, кои што очигледно не може да бидат најавени, меѓу кои ако се сеќавате веќе испадна и најавија дека некои од тие се Русија, Јапонија, Уругвај и така натаму. Сега останува да видиме, но гледаме дека активно се работи и на овој план и гледаме дека, знаете и сами, CBDC не е ништо ново, CBDC и понатаму продолжува да биде многу битна работа и ако само една земја го земе XRP и XRP Ledger како матичен механизам за целата економија да биде базирана на истиот, верувам дека тоа ќе биде енормен напредок на XRP. Замислете ако тоа го направат повеќе. Останува да видиме. Следната битна работа, AES, значи како што кажавме, ISO 20022, значи Ripple и понатаму останува да биде лидер, односно еден од основните, да речем, компании кои што се одбрани да работат на надградувањето на ISO 20022 и да го надградуваат овој стандард. Значи со тоа што да не забораваме дека официјално ISO 20022 стандардот започнува од ноември 2025 година, иако тоа потенцијално ќе биде крајот на овој bull market, значи да не забораваме дека до ноември 2024 година гледаме дека поголемиот дел од големите економии се веќе целосно интегрирани во ISO 20022. Што ова значи? Имаме посебни видеа, може да го погледнете значи на нашиот канал, само најдете ISO 20022. Во меѓувреме, значи XRP е првиот кој што е компатабилен со овој стандард и кој што практично е дел од целата ова
стандард, како да ви обяснам, значи ова е буквално замена за Swift. Значи во ноември 2025 година месечен систем од Swift престанува да постои. Зашто ќе го имаме само ISO 20022 каде што XRP и Ripple се веќе на голема позиција и значи не може да оди негативно после тоа, се разбираме. Како и да е, значи ова е битно, гледам дека многу од луѓето него ни заприметуваат воопште. Значи до март 2025 година се очекува дури и Мурика нели да биде дел целосно синхронизирано со ISO 20022. А уште еднаш зошто е ова толку битно? Затоа што оние крипто проекти кои што се синхронизирани со ISO 20022 имаат свој тикер и активно може да бидат тргувани од сите финансиски институции кои што се наоѓаат во ISO 20022, а уствари тоа се сите 11.000 финансиски институции кои што сега се наоѓаат во SWIFT. Така да автоматски вие веднаш може да бидете тргуван, транспортиран низ сите овие финансиски институции. Така да тоа е многу големо и се надам дека разбирате колку е големо, но нели времето ќе покаже дали е тоа битно или не. Јас мислам дека е доста битно. Следен кој за кој што ќе разговараме е нормално Cardano ADA, кој што е трет по големина на нашето портфолио со 9,38%. Одамна не сме купиле ADA, но добиваме многу од истиот во стейкинг, така да и не гледам некоја посебна причина зашто би купил. Значи има доста помали проекти кои што нели сакам да им дадам на некој начин дел во моето портфолио, а ADA веќе купивме на самото дно каде што голем дел од нашето портфолио е алоциран во ADA. Со тоа што нели сега моментално е околу 10%, некогаш доаѓа и до 15%, зависи како напредуваат цените нормално, но ова е да речеме алокација со која сум сосема задоволен за овој проект. Сега значи како што кажеме, тоа е дел од смарт контракт, нели, Layer 1, сосема нормално, сите верувам дека знаете што станува збор. Технички гледано, значи истиот се наоѓа на претходниот all-time high од 2017 година, ова е нели кога истиот се појавува во текот на 2017 bull маркетот и гледаме дека моментално тоа е званичната пречка за негово продолжување нагоре, кое што е негде околу 0,72 центи. Тоа е на месечно ниво, додека на неделно ниво, ако погледнеме и да, исто на месечно ниво да и погледнеме значи каде се наоѓаат самите индикатори, значи RSI се наоѓа на неутрални 48, значи има многу голем, да речем, простор за придвижување нагоре. Сток RSI е доста висок, но генерално RSI ни покажува дека имаме доста голем потенцијал за движење нагоре. Сега видовме мала корекција на MACD, со нели препишување на сигналната и базичната линија, но тоа не го менува фактот дека на неделно ниво е сосема друга ситуација, погледнете и сами. Значи имавме крајно голема корекција, иста ситуација како и останатите. RSI достигна неверојатно 81,5, сток RSI апсолутна стотка. За моментално RSI да се наоѓа на 45, а сток RSI на само 4. Значи голема корекција на MACD, VWAP и останатите вредности, значи дека имаме доста голем простор за придвижување нагоре повторно, а тоа беше нормално придвижување од ова дно кое што го направивме на 5 јуни 2023 година. Значи гледаме дека после овој иницијален скок се коригиравме до 0,61,8, што е golden ratio на Fibonacci, а во исто време тоа е и овој последен пат, значи оваа последна корекција пред придвижување нагоре од ова акумулационо поле, што на неделно ниво ни го дава ова ниво од 0,45-0,46 центи, што автоматски се, нели гледате и сами, значи буквално се поистоветува со 61,8 левелот на Fibonacci и гледаме дека веќе 4 последователни недели цената не пробива надолу, затоа што ова представува многу добро ниво за поддршка. Така да верувам дека ова е крајот, овдека завршува така речено, само да преместиме ова е самиот халвинг. Не знам зашто се уште стои овде, значи тоа беше на 22. Значи уште еднаш ќе напоменам, верувам дека дното е направено, но сето ова зависи од тоа како ќе се однесува целиот пазар. Значи јас верувам дека ова е дното за оваа прва корекција и верувам дека понатаму се придвижуваме нагоре, но повторно сето зависи од тоа нели како ќе се движи целиот пазар, дали ќе имаме ликвидации, дали ќе имаме негативни вести. Значи генерално на макро ниво се наоѓаме на самиот почеток, а се останато останува да видиме. Значи ова е почетокот на bull маркетот и исто погледнете. Значи имаме стагнација на маркет капот, че зборуваме за влезот, така речено, на капитал. Сега е моментално 16, ја очекувам дека до 100 може да оди без никаков проблем, но нели, ќе го видиме тоа заедно. Имавме голем скок, со што моментално гледаме дека повторно имаме корекција, како што објасниме како на технички, така и на нели чартот на маркет капитализација. Сега, Cardano и понатаму останува да биде топ позиција за нели развивање на самиот екосистем во однос на GitHub Contributions. Значи гледаме дека без разлика дали станува збор на неделно ниво, дали станува збор на
месечно ниво Cardano е секогаш во топ 5. Значи, некогаш може би е на четврто, некогаш може би е на прво, но генерално е секогаш во првите топ 5 позиции. Зборуваме веќе година наназад, иако не и повеќе. И според ова, уште еднаш ќе напоменам, значи ни покажува дека станува збор за проект на кој што еден од проектите на кој што највеќе се работи. Значи, постојано има нови контрибутс, нови апликации, развој на веќе постоешките и така натаму. Сега, ова е интересна соработка која што само што настапи, тоа беше пред само неколку дена на 17 април. Значи SingularityNet официјално почна да соработува со MinSwap. Значи ова јас не го гледам толку многу како со MinSwap, која што е една од најголемите DeFi менувачници на Cardano, го гледам повеќе како влез на AI, затоа што ова ќе биде ASI алијансата, знаете и сами, во Cardano екосистемот. Како ова ќе се развива останува да видиме, но битно е дека првенствената конекција е направена. Значи фактот дека вие имате пристап на SingularityNet и AGX токените на MinSwap, а и самата AI технологија ќе се користи на најголемата менувачница на Cardano, официјално го става AI и ова алијанса ASI во Cardano екосистемот. Останува да видиме како ќе се придвижува тоа, но мене ако ме прашува, тоа е позитивна вест за целиот Cardano екосистем. Да не заборавиме дека, значи ова е многу битна работа. Предходниот bull market ние добивме цена од неверојатни $3,1 само поради тоа што официјално Cardano успеа да влезе во гогунерата, а тоа е смарт контракт. Значи на почетокот, зборуваме сега, во текот на целиот овој bull market во 2021 година, ние добивме $3 Cardano од неверојатни, пазете, од неверојатни 5 центи. Значи истиот беше на некоја цена од 2 до 5 центи. Достигна $3, значи достигна толку голем, погледнете. Значи ова е сето ова што гледате овдека, овој, само да видам, не го направив правилно, значи еве, да речеме од овој момент, погледнете. 10.000% само затоа што успеа да направи смарт контракт, да се разбереме. Значи најголемиот напредок во Cardano беше гогунерата, односно од Shelley во Гогун каде што доби смарт контракт. Значи тогаш го доби и Plutus јазикот, што значи дека буквално немаше една апликација на Cardano, а истиот успеа да добие $3. Дали се разбираме колку е ова големо? Значи ние од тогаш имаме голем развој на Plutus, зборувам како јазик. Имате еден куп апликации кои што постојано може да ги погледнете на, значи може да ги најдете на essentialcardano.io/development update. Многу јасно, само напишете Cardano update и ќе ви ја даде оваа страна каде што на неделно ниво може да видите колку активни проекти работат, колку нови проекти и сето останато, со тоа што еве последно е на 3 мај, значи моментално, затоа и ви велам, значи ова е дел кој што мораме да забележиме. Се градат 1351 проекти, значи се градат, така. Додека имаме 169 целосно лансирани проекти. Ова е колку моментално скрипти имате на Plutus, колку токени, нели, затоа што секој од овие кои не може да има свој токен, тоест некој од овие апликации може да има свои токени и така натаму. Значи идејата е дека постојано се гради и сега веќе имаме екосистем на многу голем број на апликации кои што официјално работат на Cardano. Се разбираме? Значи тоа е разликата помеѓу почетокот, каде што сме добиле $3, а сега веќе влегуваме во governance. Ние дури и скейлинг успеавме да го завршиме, затоа што и Mithril и Hydra, двата апдејти кои што беа клучни за скейлинг, за да може Cardano и понатаму да расте целосно децентрализирано, значи се целосно интегрирани. И сега моментално влегуваме во Voltaire ерата, што е една од главните вести кои што треба да ги спомнеме, односно CIP, Cardano Improvement Protocol, Proposal 1694, годината на, нели, раѓањето на Voltaire, каде што вели, моментално се работи на децентрализација на целиот governance систем на Cardano. Значи ова е многу битно, затоа што во оваа ситуација вие доаѓате каде што веќе IOHK, Cardano фондацијата и самиот Чарлс Хоскин ќе нема никаква власт над Cardano. И она малку што го имаат, целосно ќе го остават на земницата, каде што ова моментално почнува со Chain хардфоркот, кој што е закажан за втората четвртина од 2024 година, тоа е од сега па негде до крајот на јуни. Со тоа што со овој хардфорк практично се започнува имплементацијата на CIP
како што кажавме 1642, 1694, како и да е, не може да запомнам годината, и почнува да се реализира. Значи ова е првиот момент каде што доаѓаме до децентрализација и каде што нели ќе има соодветни органи кои што ќе бидат целосно задолжени за функционирањето на Cardano. Понатаму, значи и понатаму имаме напредок, значи Чарлс Хоскинс самиот испадна и кажа многу пати до сега дека и Hydra и Mithril како интегрални делови кои што се наоѓаат во скейлинг на башо ерата, значи се надградуваат самите по себе си затоа што имаат посебни тимови кои што се насочени само на тие два механизми, кои што имаат за цел нели да помогнат во скейлинг на Cardano. И за Hydra и за Mithril имаме посебни видеа, може да ги погледнете, да видите што точно истите прават за Cardano. Накратко, значи Hydra прави скейлинг солуција како Layer 2 на Ethereum, каде што секој од овие апликации кои што се на Cardano има своја Hydra глава и свои 1000 трансакции во секунда. Значи дека секоја од нив користи свој scaling solution, наместо директно да ги запишува сите трансакции на главниот Cardano chain, туку имаат како мини chain кој што е само за нив, кој што се нарекува Hydra глава, а додека Mithril е уствари механизам кој што помага во синхронизацијата на сите нодови на Cardano, да можат многу побрзо и многу поедноставно да се синхронизираат. И чисто онака интересно како вест, значи ако се сеќавате пред само некое време, значи моментално неколку држави во Мурика, кои што се нели во тек на гласање за претседател и така натаму, официјално бараат од Cardano да направи блокчейн voting solution, односно блокчейн механизам за гласање, кој што ќе помогне во спроведувањето на гласањето во текот на овие претседателски избори. Значи тоа е колку моментално се верува на овој проект, да не забораваме дека Етиопија, како што веќе напоменав, целиот свој едукационен систем го запишува на Cardano блокчейнот. Видовме како Дубај значи го користи Cardano за запишување на се што е полициски извештаи, нели, докази и така натаму. Значи ова не се мали работи, ова се големи држави кои што одлучиле дека Cardano е нели софтверот со кој што сакаат да продолжат да работат. Така да уште еднаш ќе напоменам, очекувам многу од Cardano, останува да видиме дали ќе се случи, но да не забораваме дека е еден од најдецентрализираните проекти и една од многу битните работи кои што ми се допаѓа, не се фокусираат на Мурика. Значи нивниот пазар е низ целиот свет, се фокусирани многу на Африка, се фокусирани многу на Азија, што мене многу ми се допаѓа. Значи преку онакво е од проекти кои што само се фокусираат на Њу Јорк, на Сан Франциско, затоа што нели Мурика, на друго место не постои живот. Така да затоа уште еднаш ќе напоменам, ќе гледам и во тој аспект да пробам да го децентрализирам своето портфолио, односно да се фокусирам на проекти кои што се надвор од оваа американска сфера на инфлуенс, така на влијание, како што е на пример VET, така како што е IOTA, која што е многу повеќе европска, и понатаму планирам да најдам и други како што е нели кинескиот Ethereum и така натаму. Но како и да е, постепено. Значи тоа е околу Cardano, уште еднаш ќе напоменам, јас за Cardano очекувам многу, дали ќе се случи или не останува да видиме, но пак истата ситуација. 9,38% кои сум спремен да ги изгубам доколку нешто не се случи како што треба со Cardano, но за сега не гледам причина зошто не би верувал во овој проект и понатаму останува да биде еден од оние најпотенцијални Layer 1 во светот. Сега нели, пак ќе видиме. Може ќе победи Solana со нивните 5 дена неделна работа. Како и да е. Останува да видиме. Значи нели, секој од вас на крајот од денот со тоа што го вложува, ризикува и останува да видиме што ќе се случи, нели. Сега, следна работа која што треба да анализираме е ICP, интернет компјутер, кој што го имаме 7,57% во нашето портфолио. Да, знам, техничка анализа сите веднаш почнуваат со моментот, ама знаеш и ти дека ICP беше 3000, беше и многу повеќе, така, долари. Во ред, заборавајте го тоа. 3000 долари, не верувам дека е во картите, барем не во овој bull market, да бидеме реални. Значи, она што можеме да го кажеме, веќе кажавме, од, да речем, овој пат нагоре, очекуваме да има некој, барем ако ништо друго, придвижување до 234, сега зборам ова во најдобра, значи во најдобра ситуација. Нема да разговараме за мети денеска, веќе разговаравме последната техничка анализа. Идејата е да видиме каде се наоѓа моментално. Но е екстремно препродаден. Не забораваме дека ова е во техничка анализа коинот со најниски вредности. Значи погледнете. До целиот bear market вредноста на RSI беше 17. Нема каде да се нагоре, така. Дури и после овој иницијален скок вредноста на RSI е 35. Значи не заборавајте дека ова е коинот кој што имаше енормно голем пат и не по своја вина. Значи многу луѓето го обвинуваат, проектот не е за ништо крив, тоа што SBF го направи, сега моментално го доведе до затвор, иако не е ова главната причина, но дебело заслужено. Како и да е, значи она иницијална
зона на отпор и акумулација е завршена и сега моментално се наоѓаме во вториот сегмент, тоа е практично напредок во следниот бул маркет. Иницијалниот скок, оној прв скок надвор од оваа акумулациона зона е завршен и гледаме моментално консолидација од неговата максимална вредност од $21.2 до сега повторно гледате. Значи, во оваа ситуација не 61.8, туку 50% Фибоначи е зоната каде што гледаме дека се задржува полека вредноста на ICP, со тоа што значи ова, како што гледаме овдека, ако се вратиме на неделно ниво, ќе ни даде така речено зона на отпор. Значи, погледнете. Значи ова е буквално од овој голем пат кој што го имаме овдека, само оваа една-две свеки се така речено во обратна насока и затоа овие 20 кој што гледаме овдека се и психолошка бариера, а во исто време и нели бариера која што имаме на самиот чарт, каде што имаме голем дел на купување, претпоставувам, гледате, значи цената дури пораснала, така да сега моментално нормално е истото да биде и пречка за движење нагоре, што моментално го гледаме во овој врв кој што го направивме, со тоа што значи тоа е овој дел што го гледаме овдека, а сега каде се наоѓаме буквално потенцијално до ритест до негде околу $9, ако потенцијално има повторен пат, кој што е така речено ова акумулационо поле и ова месечно ниво од, како што кажеме, $9. Не верувам дека ќе се случи, но потенцијална мета тоа би било следно, затоа што тоа кореспондира и со 61.8 golden ratio на FIB левелот, но како и да е, аз верувам дека за поголемиот дел на алткоините, вклучувајќи го нели првенствено биткоин, а потоа и сите останати алткоини, верувам дека корекциите се завршени затоа што веќе имаме длабоко коригирање. Погледнете и сами еве на неделно ниво, значи и овде RSI достигна неверојатни 85, но моментално се коригираше до 53. Истото и со RSI, кој што е сток RSI кој што е на 6. Значи гледате, тоа е она што сите го прават мимикрија, така. Од горе доле оприлика сите коини се коригирани на слично ниво, па така и овие како што можеме да видиме истата ситуација, со тоа што оваа корекција горе доле е веќе завршена, ако мене прашувате, индикаторите се многу коригирани, со тоа што гледате, веќе сме имали два локални врвови и така натаму, значи технички гледано веруваме дека овој коин нема многу да оди надолу, иако има, тоа е само поради целиот пазар, но генерално од самиот себе си веќе нема каде да се движи. Гледаме на market cap на годишно ниво, погледнете, значи првиот иницијален скок е направен и гледаме огромен интерес. Погледнете колку само голем скок имаме од неверојатни 1,4 милиарди до 8. Значи имаме отприлика 4 до 5 пати скок во market cap на овој коин за само една година. Тоа ви покажува колку голем интерес има. Значи ова е енормно софистициран и енормно тежок за објаснување, да речам, блокчейн. Еве ви кажувам веднаш, значи собственикот на Simply Staking е човек кој што барем во мојот живот, кој што лично сум зборувал, највеќе се разбира во блокчейн, зборуваме посебно во овој дел во инфраструктурата на самиот блокчейн, и он самиот вика не го разбирам целосно како функционира, затоа што има премногу сегменти и истиот е премногу сложен. Тоа не го менува фактот дека гледаме голем интерес. Значи, прво погледнете, во 3 месеци бројот на канистри, значи за разлика од останатите блокчейни, ICP функционира со канистри. Имаме видео за ICP, погледнете го, таму е детално објаснето. Значи секој од овие канистри практично може да биде што вас ви е потребно. Дали ви е потребно да биде количина на меморија за да зачувате нешто или пак сакате да ставите некоја апликација која што нели овие канистри се практично smart contract capable, може да направите апликација во истите, може да ставите цел екосистем во истите. Значи се извинувам, цел практично блокчейн. Значи вие може да имате ваш блокчейн кој што е сместен во еден или повеќе од овие канистри, значи како меморија, како блокчейн, како софтвер, како сето тоа. Дополнително овие канистри може да бидат користени и како мостови, зашто ќе поразговараме во следните два слайдови, до други блокчейни, кои што практично дозволуваат нели размена на капитал од еден до друг блокчейн. Истите моментално видовме дека може да бидат користени и за AI модели, значи цел еден AI модел може да биде интегриран во ваков канистер. Значи затоа ви велам, ова е еден од најуникатните блокчейни кои што сум го видел како проект. И погледнете, значи од ова е февруари 2024 година, кога имало 3000, ова е, ако не се лажам, 3 милиони, ако не се лажам, канистри, сега не сум сигурен. Значи погледнете колку се зголеми. Погледнете. Значи од 3,6 до 4,1. Значи имаме огромно зголемување за 0,5. Сега повторно мислам дека се 500,000 контейнери. Значи
кои што се додадени. Тоа се луѓе кои што ги купиле овие контейнери со цел да стават апликација, да направат нешто во истите, нели, едноставно да го искористат овој блокчейн. Значи гледаме голема наплив, значи тоа дополнително кореспондира со овој маркет кап кој што го гледаме во самиот проект. Дополнително, ако се сеќавате, имавме иницијален скок на тоа колку Ethereum е префрлен на ICP со цел да биде користен од DeFi секторот на ICP. На почетокот имавме многу, тоа беше околу 810. Добро, во ред, бројката спадна, но погледнете. Значи, од најминималната бројка која што е 124, моментално сме на 439. Значи, 439 Ethereum се веќе префрлени на ICP мрежата, каде што кој да е овој човек кој што ги префрли за да работи, нели, на ICP. Значи дека има интерес, едноставно се префрла капиталот од Ethereum на ICP со цел да се работи на овој блокчейн, и истото го гледаме и во биткоин. Погледнете, на почетокот од само еден, така, значи тоа е на февруари 2023 година, моментално имаме неверојатни 227 биткоини префрлени на ICP со цел да се работи со овој биткоин, затоа што тоа е CK биткоин и CK Ethereum. Тоа е, нели, токенот кој што го добивате за тоа што сте ги префрлили оваа вредност, оваа капитална вредност на ICP. И да не забораваме дека ICP успеа да стави цел еден AI модел во еден канистер на ICP, со тоа што веќе најавија дека се работи на нивно надградување, дека овој AI модел понатаму ќе биде трениран како ChatGPT, нели, да биде користен како чатбот и така натаму. Но идејата е дека ICP активно работи во AI сферата. Уште еден показател за тоа е, само да видам, ево ова, значи и ICP како картано, паметно од нивна страна, се во соработка со, верували или не, истите SingularityNet, затоа и SingularityNet го имам во толку голема количина, иако тоа ќе биде ASI токенот. Идејата е дека гледаме овие поголеми проекти постепено почнуваат да соработуваат со ASI алијансата. Иако истата не е креирана, треба да биде креирана во овој месец, зборуваме за SingularityNet AGIX, за Ocean Protocol и за, нели, Fetch AI, тоа се трите големи AI проекти кои што се здружуваат во една алијанса. Значи, овие партнерства нема да престанат. Гледаме дека само ќе се зајачаат и моментално ваквата колаборација помеѓу Dfinity Foundation, што е уствари ICP, и SingularityNet, само ќе се продлабочи кога ќе дојде моментот да го има ASI токен. Така да ова е многу позитивно и, значи, самото тоа што и они имаат свој AI проект, верувам дека многу ќе придонесе во ваквата соработка помеѓу овие субјекти. И за крај, да не забораваме уште една многу битна работа, што се случи, нели, во овој, да речем, нов дел од овој bull market, значи фактот дека Dfinity направи свој посебен дел, subnet, кој што ќе биде целосно значи во корелација со МИКА, законодавството во Европа, и сите оние кои што сакаат да развиваат на ICP, значи во сопствени канистри, без разлика што е, значи истите може да го направат тоа на овој European Subnet, каде што веднаш ќе бидат целосно регулирани и целосно, нели, под така речена регулативата на Европа. Што е одлично, ако мене ја прашувате, че ова е многу паметен потек. Значи има и други вести, но тоа е што може да најде најново и најбитно за овој проект. Јас очекувам многу од истиот и се надевам дека, нели, ќе донесе профит како за мене, така и за сите оние кои што го одбрале. Значи уште еднаш, тоа што овој проект изгуби на цена, немаше никаква врска со самиот проект. Овој проект заслужува многу внимание и се надевам дека тоа и ќе го добие, нормално затоа што е позитивно за моето портфолио, но и затоа што на вистина представува квалитетен проект. Значи, зборуваме за енормно квалитетен проект. Од друга страна, ова е на некој начин, сега можеби не треба да спомнам затоа што немам соодветни докази за тоа, но човек кој што има многу вложено во овој проект и кој што има инсайдери во самиот проект, значи не гледам причина зашто би ме лажел, буквално ми даде некоја inside information, која што пак ќе кажам, значи inside information не споделам затоа што не може да ги потврдам, дека голема корпорација, значи зборуваме ланец на корпорации од Азија, буквално правеле тест на трансакциите на ICP, за да видат дали може да се направи стрес тест и колку трансакции може да добие, да едноставно да преживее на некој начин. Тоа беше пред овој голем скок. И буквално, значи, тоа што ми го кажа е дека голем дел од трансакциите во тој дел, каде што ICP може да издржи милиони трансакции, е буквално причината поради која што оваа голема корпорација го направи ова купување и дека ова иницијално купување, ова големо, да речем,
тргање на ICP од пазарот, значи едноставно некој ги акумулира овие коини, е буквално причината поради која што го добивме овој скок и дека ова, да речем, конзортиум на корпорации е крајно заинтересирана да продолжи да работи со ICP поради неговиот потенцијал. Уште еднаш не заборавајте зошто ова постојано го кажувам. Затоа што овие големи корпорации секогаш има многу повеќе ресурси, луѓе, познавања, врски од вас и многу подобро може да направат истражување на овие коини отколку јас и вие. Така да некогаш едноставно нема логика да се противиме на оно што го истражиле овие субјекти затоа што има многу повеќе ресурси од нас. Така да и во оваа причина ICP гледам дека се повеќе и повеќе се покажува како добар проект, останува да видиме, но почетокот негов беше одличен. Значи од дното во овој bear market, погледнете и сами, до врвот истиот моментално направи 6x. Моментално. А јас верувам дека се наоѓаме на апсолутен почеток за овој проект, посебно со оглед на фактот дека има само 6 милиарди, а истиот може многу лесно да има 60. Многу лесно. Затоа што уште еднаш споредувајќи го со други проекти од претходниот bull market, сега кога имаме многу поголеми субјекти на пазарот, јас верувам дека 60 милиарди би било многу лесна мета. Повторно, не го сваќате ова како финансиски совет, ова е само моје видување на ситуацијата. Следен коин за кој што ќе разговараме е Polygon Matic. Многу очекувам од овој проект, значи не знам за вас, јас очекувам многу од овој проект. Технички гледано има енормен потенцијал затоа што гледаме дека неговата цена е буквално во една стандардна даун корекција во целиот овој период, но јас очекувам, уште еднаш ќе напоменам, многу од овој проект. Значи како сака да сватите го тоа, ќе ви кажам зашто сега, значи јас гледам и понатаму доста позитивен исход за овој проект. Прво и најбитно тоа што мораме да го забележиме на месечно ниво е дека истиот и понатаму се наоѓа во оваа по дефиниција, значи флег формација. Погледнете, bull flag формација. Каде што и ова, да речем, многу битна, да речем, тренд линија која што имаме уште во претходниот bull market, моментално, буквално ќе биде поддршка ако цената и понатаму продолжи да се движи хоризонтално. Но прашање на време е кога ова ќе експлодира. Ова е слично на оно што го гледавме во XRP, само во малку помал, да речем, тренд, затоа што овој тренд е многу помала акумулација, погледнете и сами, значи сега да излезе од овој тренд нагоре, значи истиот би достигнал негде околу $50. $50 во оваа ситуација ќе не донесе од моменталната цена, само да видам како тоа изгледа. Значи цената од 0,6, тоа е добри, ајде, нека биде $1 да речеме дека е цената, чисто да го упростиме. Значи тоа е 50x. Само да се заврши ова, да речем, шема, ова стандардна формација на техничка анализа. Дали ќе се случи останува да видиме. На месечно ниво, да, само сакав тоа да го покажам во однос на индикаторите. Значи на месечно ниво погледнете. Исто така, еден од најизладените проекти. Значи имаме RSI кој што се наоѓа под 50, значи 47, 100 RSI кој што се наоѓа на 36, пред овој скок беше на апсолутна нула на месечно ниво, што на месечно ниво и 100 RSI е голем индикатор. На неделно ниво исто така еден од најоладените нормално, затоа што немаше ни голем скок. Значи треба да има голем скок за да биде нешто во високи вредности на RSI. RSI вредност од 43, 100 RSI вредност од само 3. Со тоа што гледаме дека веќе се спрема за повторно предвижување нагоре, како на MACD, така на VWAP. И уште еднаш ќе напоменам, значи оваа голема формација и понатаму останува да биде делот во кој што се фокусираме, со тоа што неговата главна поддршка е негде околу 60 центи, 63-62 центи. Гледаме дека и понатаму истата представува многу јака поддршка на овој коин и буквално овој пробив нагоре ни покажува дека прашање на време кога ќе се реализира овој ќе имаме енормен скок. Сега зошто е енормен скок? Значи Polygon, уште еднаш ќе напоменам, генерално во однос на market cap стагнира. Значи имаме напредок, но генерално гледаме дека во прилика се наоѓа во овој рейндж. Се уште е во акумулациона зона, значи тоа и самиот market cap ни го покажува, како и ова, да речем, нели, самиот чарт на техничка анализа. Но и понатаму останува да биде прво најголемиот Layer 2 со неверојатни. Сега, само момент, тоа треба да го отвориме во нова категорија, само да го покажеме тој дел. Долго видео, ја ви кажав, се извинувам, ама не може пократко да се направи, ова едноставно премногу коини, премногу информации и ако го разделам на два коини, тоа ќе биде цела недела само апдейт на портфолио, нема логика. Значи погледнете, по market cap представува најголемиот Layer 2 без конкуренција, дупло од сите останати, со тоа што за жал нема толку многу locked TVL,
Значи тоа е Total Value Lock. Гледаме дека се наоѓа во Total Value Lock на 4-то место, негде блиску до Optimism. За разлика од тоа гледаме дека Base, Blast, како испадна Blast на второ место, не знам, но како и да е. Arbitrum има многу повеќе TVL, но тоа не го менува фактот дека има многу други работи кои што се во предност во Matic. Еви според волюм, значи ако го споредиме за тоа колку има на дневно ниво, на пример, гледаме дека е секогаш на врвот. Значи ова е волумен на трансакции и на капитал кој што поминува преку овој коин, погледнете и сами, значи истиот има 462, Optimism единствено има 519, но ова е само затоа што Optimism е матичен блокчейн за Base, а Base е моментално најактивниот Layer 2. Значи дека на второ место е според волюм на трансакции, погледнете и сами. Сега, битна работа која што морам да ја напоменам, која што многу луѓето малку ја гледаат. Matic скоро и да нема веќе vesting schedule. Има 9,3 милиарди токени пуштени во Optec од 10. Значи дека тоа е едно од најпозитивните работи околу сите останати Layer 2. Сите останати Layer 2 се наоѓаат на 10, 15, 20% од своите токени пуштени во Optec. Matic се наоѓа на 92%. Значи нешто што е одлично. Скоро и да нема веќе кој да прави дамп на овој токен, се разбираме. Во однос на фи се наоѓа на топ. Значи, Optimism и Arbitrum се малку подобри, но не во колку кошта за да се прати на и од Ethereum, кој што и понатаму останува 1 цент, туку во однос на swap на токени на овие Layer 2, каде што на Optimism и Arbitrum се прави за 1 цент, а на Polygon за 11. Добро, во ред, има предност, не велам не. Сега, во однос на структурата Polygon има многу голема предност и во однос на партнерите. Прво и најбитно, да, го имаме 6,85% во собственото портфолио, би сакали повеќе, но премногу проекти има, значи морам да ги земам и тие, ми фалат се уште некои, затоа ќе поразговараме на крајот од ова видео, но како и да, значи за сега сум задоволен и ако би сакал повеќе, сум задоволен со она што го имам во Polygon. Погледнете ги топ партнерите на Polygon. Значи не постои ниту еден блокчейн проект во целата криптосфера кој што има волку добро портфолио на партнери. Значи Мета, вклучувајќи ги Facebook и Instagram, потоа Twitter, Starbucks, Adobe Reader, Clinique, Opera, HTC, Bentley, Stripe, Shopify, Mercedes, Disney да не заборавиме, Adidas, Coinbase, нормално, Prada, значи гледате и сами да не ви ги читам сега, нормално сите од вас знаете да читате, со тоа што ова се само најголемите, имате и многу поголем, да речем, обсек, како што е овде, каде што дополнително може да видите големи субјекти како Mastercard, како Nike, како DraftKings, кој што е едно од најголемите за коцкање, за жал тоа е реалноста. Значи погледнете колку голема, да речем, како да ви обяснам, значи не постои друг проект кој што има вокру партнерство. А не може вие најголемите имија да ви бидат партнери ако вашиот блокчейн не е како што треба, да се разбереме. Сега, во однос на тоа што следува за Polygon, ја зашто велам дека на Polygon се уште не може ни почнат овој bull market. Прво, Polygon успеа да го направи aggregation layer, што е многу битно. Што уствари истиот? Значи, они го нарекуваат egg layer на Ethereum. Значи, egg layer на Ethereum представува посебен тип на технологија, која што може било каков тип на second layer солуција, засебен екосистем, да речам проект кој што се наоѓа на second layer, chain development kit layer, значи ова се различни типови на блокчейни кои што се наоѓаат во екосистемот на Ethereum, истите ги интегрира преку овој egg layer и на тој начин истите веднаш стануваат автоматски ZK компатабилни, значи Zero Knowledge Proof компатабилни и било кој тип на Ethereum Virtual Machine веднаш може да биде поврзан со Ethereum. И значи овој egg layer, сега јас многу едноставно го објаснувам ова за жал, но кога ми го објаснуваа луѓе кои што се разбираат во сето ова, вели ова е исто како TCP/IP. Значи тоа е оној посебен тип на софтвер кој што може да поврзе било која апликација со било која апликација, било кој софтвер со било кој софтвер. Моментално тоа што успеа Polygon да го направат, овој egg layer представува буквално TCP/IP за целиот екосистем на Ethereum, каде што било каков тип на дали е rollup, дали е ZK rollup, Optimistic rollup, Layer 2, било каков тип на Layer 2, дали е тоа апликација или блокчейн кој што е развиен врз Layer 2, како што е, например, Chain Development Kit на Polygon, сите тие можат преку овој
Egg-layer да се поврзат директно на Ethereum, а Egg-layerот е матично на Polygon, што значи дека мора да користите Polygon екосистемот за да се поврзете на Ethereum. Значи многу битна работа, еве дури овде кога оставиле дека е буквално ова TCP/IP за блокчейн, со тоа што ова значи дава трет степен. Ако се сеќавате кога разговаравме за претходните два коини кои што ги обработувавме нашиот канал, тоа беа нели Celestia Tia и SEI, и двата беа модуларни блокчейн. Така, со тоа што рековме монолитичките, целиот блокчейн се наоѓа на еден леер. Кај модуларните имате различни 4-5 слоеви кои што се наоѓаат на различни практично блокчейни, значи или пак застапуваат само еден дел од овие 4-5 различни леери, како што кажеме ситуацијата со леер 2 и така натаму. Во оваа ситуација че ова е веќе трето скалило кое се нарекува агрегирани. Значи во оваа ситуација зошто е така? Затоа што вие може да ги имате и модуларните и монолитичките, на крајот од денот немате потреба да се фокусирате на леерите, тоа за вас го прави Egg-layerот. Односно вие и понатаму може да бидете било што, било каков тип на блокчейн, без разлика дали сте модуларен или и монолитички. На крајот од денот вас ви е битно дека без разлика на тоа каков сте, може да бидете поврзани директно со Ethereum леерот преку Egg-layer. Значи не е битно каков тип на софтвер сте. На крајот од денот се е компатабилно со овој Egg-layer. Тоа е многу битно што го има Polygon и го развива за целиот екосистем на Ethereum. Сега, дополнително истите развија и Chain Development Kit. Ова е нешто слично на самиот Cosmos Software Development Kit, кој што дозволува на самиот Polygon како second layer солуција да има свој екосистем во кој што било кој може да направи свој блокчейн преку овој Chain Development Kit. Истиот автоматски, значи како развиен на Polygon, веднаш е компатабилен со Ethereum и веднаш има пристап до истиот овој Egg-layer за кој што разговаравме. Значи дека автоматски вие кога ќе изградите свој блокчейн на Polygon, веднаш имате пристап до Ethereum и вашиот блокчейн е веднаш Zero Knowledge Proof. Така. Значи, иако може би ова лаички малку најосновно го објаснувам, сакам да кажам дека гледајте до кој степен. Значи, веќе има леер кој што може секаков тип на блокчейн да го направи Zero Knowledge Proof и да го конектира со Ethereum, и во исто време има Chain Development Kit кој што ви дозволува да не морате сега вие да правите од нула софтвер и сето тоа, туку буквално преку овој Chain Development Kit, значи степ by степ да си направите собствен блокчейн. Така. Дополнително, моментално имаат така наречен прувер, кој што служи за да можете да атачирате било каков тип на Ethereum Virtual Machine блокчейн директно на Egg-layerот. Овој прувер, како што можеме да видиме, е така речено посебен тип на софтвер кој што веднаш го конвертира така речено вашиот Ethereum Virtual Machine, значи нели најчесто имаме многу блокчейни кои што поседуваат иста таква Ethereum Virtual Machine како и матичната на Ethereum, која што преку овој прувер како софтвер, значи овој Type 1 прувер кој што се нарекува, го конектира веднаш во Ethereum и во однос Egg-layerот, а потоа и во самиот Ethereum. Значи зошто е ова битно? Затоа што не само што се Zero Knowledge Proof, туку и нели трансакциите се намалени, моментално погледнете, значи трансакциите се смешна цена кога го користите овој Egg-layer, значи погледнете и сами. Со тоа што идејата е дека на овој начин и Ethereum Virtual Machine блокчейн, кои што се доста софистицирани, доста напредни, може директно да бидат поврзани на Egg-layerот, а при тоа и на Ethereum. Сега овдека се дадени некои примери, меѓу кои ова е, нели, знаете сами AMX. Значи идејата е дека и понатаму продолжуваат да се развиваат како сврзно ткиво на Ethereum. Тоа е многу битно и уште една многу битна работа е фактот дека за целиот овој механизам кој што го градат со цел да бидат сврзно ткиво за целиот екосистем на Ethereum со Ethereum, има и нов токен. Односно, како што кажавме, тоа е Polygon 2.0 како развој, а Pol ќе биде токенот на Polygon 2.0, значи ова е roadmap, различни ствари кои се одвиваат во цело време, каде што Pol токенот, како што кажавме, ќе биде уникатен, трета генерација токен, кој што во оваа ситуација не само што ќе може да го користите за стейкинг на Polygon мрежата, со цел нели да осигурувате самата Polygon мрежа, туку и на сите Chain Development Kit блокчейни. Односно сите оние кои што ќе направат проект на Polygon како матичен блокчейн кој што е поврзан преку Layer 2 на Polygon, значи автоматски ќе може да го користат Pol токенот за осигурување на нивната мрежа, што е нешто ново. Во оваа ситуација практично неговата мултифункционалност доаѓа во ситуација каде што не само за Polygon, туку и за сите останати апликации и блокчейни развиени на Polygon екосистемот, ќе може да се користи овој токен за така речено нивно
валидирање. Значи вие практично ако имате ваш блокчейн кој што е пример proof of stake, кој што е матичен на Polygon, вие може директно Pol токенот да го користите за стейкинг и да го осигурувате вашиот блокчейн. Значи не мора да имате свој токен, што е доста добро, значи на некој начин му дава мултифункционалност, така. И дополнително сега овдека вели ако има било каков тип на дополнителна да речем корисност во однос на блокчейнот на кој што е изграден на Polygon, значи сите овие различни апликации или екосистеми, се извинувам, апликации или блокчейни, ќе му дадат дополнителна корисна улога ако нели имаат потреба на Pol токен. Тоа е одлично и битна работа која што треба да напоменеме, значи нешто ново што успеав да го најдеме, дека нели ќе бидат заменети еден за еден, значи тоа е многу битно и дека ќе има 4 години за да ги замениме. Значи еве тоа го најдов во ова е ново, досега не успеав да видам вакво нешто. Значи нема да навлегуваме премногу зашто ќе ни треба 2 години да го објасниме сето ова. Само да видам каде беше делот, каде што тоа го објаснува, че може многу лесно да го најдете овој артикл со цел да видите нели се што е битно. Само да видам каде беше запишано. Значи верувам дека ќе го најдете сега да не барам премногу. Само да видам, не може да најдам, како и да е. Идејата е дека ќе имаме 4 години да ги замениме нашите Matic токени во Pol и истите ќе може да ги направиме преку праќање на одредена блокчейн адреса, ако не се лажам, со тоа што буквално ќе биде замена. Значи ги праќате вашите Matic токени, добивате Pol токени, имате 4 години да го направите тоа и замената ќе биде еден за еден. Значи дека не губиме ништо, тоа е одлично и на тој начин многу лесно ќе може да ги промениме во оваа трета генерација токени на Pol, со тоа што да не забораваме дека тоа ќе ни добие и стейкинг. Значи ние ќе имаме и стейкинг механизам понатаму кој што ќе може Polygon нели Pol токените да ги стейкаме за самиот Polygon 2.0 како и за останатите блокчейни на овој екосистем. Останува да видиме како ќе изгледа. И битна работа е дека нели изгласано официјално Pol токени да се прифатени и дека моментално Pol контракт, значи Pol договорот е активен на Ethereum. Значи може да ги најдете, но се уште не може да ги замените. Кога ќе има нешто ново, официјално ќе спомнеме на пазарот. Значи уште еднаш ќе напоменам, Polygon работи многу. Тоа е еден од оние проекти кои што ќутат и работат, а гледаме во исто време и огромна количина на партнерства. Сето тоа беше направено во текот на bear маркетот, кога поголемиот дел од овие проекти спие и затоа што ќе напоменам, очекувам многу од овој проект. Ќе видиме како и да е, значи јас не гледам лоша причина зошто би го поседувал нели Polygon и уште едно значи тоа е најголемиот од Layer 2. Останатиот оптимизам веќе кажеме зошто, ќе поразговараме малку во следното видео, каде што нели тоа е највеќе ради Base. Ако Base направи свој токен, јас сум голема веројатност дека оптимизам веднаш ќе ги префрлам во Base, што и да е нели. Затоа што Base е изграден на оптимизам и главната причина и напредок на оптимизам буквално доаѓа од Base Layer 2 на Coinbase. И последниот Oracle, значи 6,75 линк, што е непобеден. Значи во оваа ситуација имаме апсолутен шампион, ништо не доаѓа ниту блиску, ниту пак има некаква шанса за конкуренција. Сега знам дека малку звучам како биткоин, нели, како биткоин максималист, но реално во оваа ситуација значи морам да напоменам дека Chainlink останува да биде апсолутен шампион. Значи прво погледнете и сами во однос на останатите апликации, останатите нели Oracles, да не забораваме дека Chainlink првенствено е Oracle, така. Значи како Oracle во оваа да речем категорија на Oracles погледнете, значи по 8 и повеќе од 8 пати е поголем од сите најблиски други Oracle системи, погледнете. И тоа ова е само вториот кој што има 787 милиони. Останатите нема ни по 300 милиони, а он има 8,3 милиарди долари вложени во истиот, значи Chainlink е апсолутен шампион. Со тоа што да не забораваме дека истиот има доста голем маркет кап, значи на некој начин е еден од најголемите по маркет кап во моето портфолио со 8,3 милиарди како што кажавме. Сега реално 8,3 не ни нуди некоја голема да речем добивка, ја не може да очекувам 100x од Chainlink, но во оваа ситуација не ни сакам 100x, значи Chainlink е нешто што јас дури би размислил и понатаму дали да го продадам, искрено да ви кажам право, во однос со тоа како ќе се одвива неговиот перформанс во овој bull market. Значи Chainlink очекувам да биде еден од оние world movers, значи истото има технологија падење на газ, значи да бидеме реални. Зошто го велам тоа? Прво, погледнете најголемите блокчейни, значи Oracle, ако сте ги гледале нашите видеа, ако сте ги следеле оние видеа за различни категории и што истите представуваат. Oracle представува технологија без која овие блокчейни се едноставно затворен систем.
без Oracle технологија која што му дава на блокчейнот пристап до надворешни информации и надворешните информации пристап до самиот блокчейн на сигурен начин, овие блокчейни се само затворени системи. Тоа е се. Така да, најголемите, пак ќе кажам, значи апликации, најголемите блокчейни моментално го користат исклучиво Chainlink. Погледнете. Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche, Arbitrum, Solana, Phantom, Optimism, Harmony, Moonriver, и ако продолжам понатаму, значи ги имате еден куп, Polkadot, Base, Cardano, дури Bitcoin. Значи идејата е дека без Oracle вашиот блокчейн е само еден затворен систем. Толку. Со тоа што, значи како Oracle веќе нема што да разговарам, значи апсолутен шампион и понатаму нема шанси да го напушти моето портфолио, дури искрено би размислувал и да зголемам на да речам токени, но што попорно пак ќе кажам. Другата најбитна работа која што е, како да ви објаснам битна, значи Swift единствен партнер кој што го поседува е Chainlink во однос со крипто. Заедно го развија CCIP протокол. Значи CCIP протоколот е, како да ви објаснам, апсолутен game changer во сите финанси, не само во финанси, во целиот начин како функционира моментално комуникацијата и праќањето на капитал помеѓу сите финансиски институции во светот. Значи, апсолутен game changer. Затоа што преку CCIP протоколот за прв пат, поддржан од SWIFT, имате момент каде што значи, за минимална сума, која што претходно била незамислива од нели легаси секторот, зборуваме легаси финансиите, тоа се банкарскиот сектор и така натаму, значи било незамисливо да имате толку брзи и толку ефтини трансакции и толку сигурни трансакции, каде што моментално CCIP тоа го возможува и тоа не само помеѓу блокчейни, туку помеѓу блокчейни и финансиски институции, блокчейни и банки и финансиски институции, значи на било каков начин успева да ги трансферира прво пораките, а потоа и самиот капитал помеѓу сите овие институции, со тоа што веќе не е само капитал. Значи, како што кажавме, не заборавајте дека Chainlink во исто време трансферира и информации. Значи, истиот не само што трансферира помеѓу овие институции, туку и од надворешниот свет, зборуваме од Web 2, зборуваме од интернетот, трансферираат информации во сите овие финансиски институции, блокчейни и така натаму и обратно. Од нив трансферира надвор. Значи нема зашто не се користи Chainlink. Chainlink го користите кога ви е потребно активен фид на цените, така. Значи вие не може да имате менувачица без Chainlink да ви доставува постојано информации за тоа која е цената, да речем, на глобална, на Ethereum, на злато, на што и да е, така. Во исто време истиот го користите за било каков тип на информации. Ако ви имате блокчейн кој што продава карти моментално за авиотранспорт, вие буквално сите моментално цени на авиокомпаниите и различни тикети ги добивате преку Chainlink. Тоа е идејата, значи секаков тип на информации добивате преку Chainlink и секаков тип на информации трансферирате преку Chainlink, односно ги објавувате на, да речем, светот, на интернет. Така. Дополнително, значи во оваа ситуација сега доаѓаме во момент каде што преку онаа токенизација за која што толку многу зборува BlackRock, доаѓаме каде што Chainlink ќе биде, пак ќе кажам, софтверот кој што, значи зборувам блокчейн кој што на вистина има енормен потенцијал во овој сектор. Погледнете. Значи ова е на некој начин најлесно објаснување за тоа што представува Real World Asset Tokenization и зошто толку голема предност ќе има Chainlink. Exactly. Tokenized assets are digital representations of real-world things. Almost any asset can be tokenized on a blockchain. Tokenized assets are more efficient, more liquid, and more transparent. The biggest banks in the world are already exploring tokenized assets because that's what their clients want. But tokenized assets will be spread across hundreds of blockchains. That's where Chainlink comes in. Значи, лесно е да направите токенизација, но што откако вие ќе токенизирате на Ethereum? Како истите ќе ги префрлите на некоја банка? Или како истите ќе ги префрлите од Ethereum на Avalanche? Или како ќе ги префрлите од Ethereum на некоја институција? Или како, ме разбирате? Значи, баш убаво објаснето овде. Значи, токенизирани ствари може да бидат се. Значи, вие може non-fungible токен да направите за стан, за кола, за да речем хартија од вредност, за државна обврзница, за ресурс, за било што може да направите вие non-fungible токен. Работата е како истиот ќе го трансферирате. Значи да, на тој начин имате многу транспарентен токен кој што ви дава конкретно власт во дигитална форма која што не може да биде избришена, која што не може да биде манипулирана, затоа што стои на блокчейнот, но како истите ќе ги трансферирате? Како сега јас на пример овој токен ќе го продадам на некој? Или како, например, менувачница ќе направи да може токениве ние да ги ставаме и помеѓу себе, нели, на Ledger да се помируваат. Така.
Преку Chainlink. Зошто? Се враќаме на овој момент. Chainlink е моментот кој што ви дозволува трансфер на капитал и пораки низ сите различни блокчейни, финансиски институции во однос на нивниот софтвер и така натаму. И затоа Chainlink е толку битен во оваа ситуација, затоа Chainlink е незаменлив. It connects everything together. Chainlink is how tokenized assets go global, which is why everyone's talking about tokenized assets, the new trillion-dollar market opportunity. But what are they exactly? Ете така, се разбираме. Значи, тоа е моментот. И јас верувам дека порано или подоцна, ако го добие Ethereum Spot ETF, верувам дека следен потенцијален кој нема да биде ниту Solana, ниту XRP, туку ќе биде Chainlink во однос на Spot ETF. Затоа што е премногу потребен, затоа што гледаме дека во однос на тоа што Swift одлучи да го користи само Chainlink за ова. И гледаме најголеми субјекти како Bank of America, како останатите, нели, големи Citibank во Америка, како и швајцарски банки и така натаму, и француски исто така имаше, конкретно одлучиле да го користат CCIP протоколот на Chainlink. Тоа е одлична работа за сите оние кои што чуваат Chainlink во сопственото портфолио. Значи, еве во тој момент. Покрај се што успеа да направат, значи да направат протокол со кој што ги поврзаа сите традиционални финансии и блокчейн, покрај тоа што овој ист токен рековме е број 1, значи Oracle, дополнително имате сега дополнителни ствари кои што веќе многу пати ги имаме објаснено, како Digital ID и така натаму, што исто така може да биде направено преку овој протокол. Сега одиме на real world assets кои што се екстремно битни. Real world assets е следниот чекор, како што кажа, трилионска, зборуваме трилионска индустрија. Каде што CCIP веќе има решение. Значи, сега се чека само да се направат оние NFT токени, се разбираме, како што видовме во оваа ситуација дека нели BlackRock веќе почна со дигитализирање на US Treasuries, значи на Bills and Bonds. Сега само се чека потреба истите да бидат трансферирани. Значи погледнете, да, вие имате на Ethereum 840 милиарди, на Stellar 372, на Solana 46 милиона, но како истите ќе ги трансферирате? Како истите ќе ги трансферирате од едни до други? Тука е тајната на Chainlink. Значи Chainlink веќе преку CCIP има начин како да ги трансферира овие NFT токени. Ево овде е пример за NFT токен за злато, со кој што од блокчейн 1 на блокчейн 2 се трансферира вредноста на NFT токен за противвредност на злато. Така да, значи пак ќе кажам, Chainlink има енормна предност преку сите овие и да не забораваме дека ова не е нешто што е ново. Да, значи истото е да речеме уште од средината на претходната година, но ова е првиот бул маркет во кој што ова ќе дојде до израз. И затоа верувам дека сите овие позитивни ствари дури сега ќе дојдат до израз за самиот Chainlink. Така да верувајте ми, јас дури би го зголемил ова, но пак ќе кажам, не може да купите се. Значи тоа е оној момент каде што едноставно треба да се задоволите со тоа што го имате и треба да се приземите, значи купувате колку што можете. Значи не може да имате се. Тоа е многу битно што треба да го разберете веднаш, затоа што колку повеќе трчате по различни проекти, на крајот ќе имате по $100 во 3000 проекти и ако добиете 10x, вие не сте направиле ама буквално ништо, сте добиле од 100.000. Значи не сте смениле ништо во вашиот живот. Затоа треба да се фокусирате на оние кои што навистина очекувате да бидат шампиони, да алоцирате соодветна количина, повторно тоа е мое мислење, и да се задржувате на ова, на некој начин да имате застапеност во поголемиот дел од, да речем, категориите. Е сега овдека доаѓа она прашање што постојано ми го поставуваат. Па зошто, на пример, каже, немаш Celestia, или зошто немаш други некои, да речем, Avalanche и така натаму. Значи, во тој момент, кај што многу пати ме прашувате најчесто за Layer 1, ја треба да ги имам сите Layer 1 и треба 90% од портфолиото да ми биде во Layer 1, така. Значи, затоа погледнете јас колку ми фалат моментално. Јас на вистина сакам, на пример, Chiliz да имам, така. Значи, Chiliz е проект кој што на вистина сакам да го имам во сопственото портфолио, но никако не доаѓа ред да го купам. Дополнително, сакам да инвестирам во IMX, значи сакам да имам гейминг токени. Се уште не дошло момент тоа да може да го направам, така. Сакам да имам малку поголема алокација на VET, исто така не дошло момент да го направам. Да речеме, исто така би сакал во оваа ситуација да имам малку повеќе файл коини, не RV файл коин ми се допаѓа повеќе како проект. Оние помали групи како што е на пример музика или нешто друго на пример, би сакал исто така да имам и во нив, но не доаѓа момент, така, затоа што имате премногу проекти кои што сакате да го зголемите вашето изложување, и затоа уште еднаш ќе напоменам. Значи, колку повеќе се фокусирате да имате се, на крајот може да имате ништо. Така да, многу побитно оние проекти кои што вистина ги имате и сакате да ги имате и понатаму, верувате во нив, да ги надградите. Се разбираме. Еве на пример, ААВ го пропусти моментот. ААВ беше на многу ефтина
да речем цена, ААВ е најдобриот лендинг боровен проект и кој што веќе два бул маркети успеал да преживее. И верувам во неговата иднина, но едноставно не сакам да алоцирам само некоја мала сума колку да се алоцира. Ако веќе влегувам во проект, сакам тоа да го направам со соодветна сума и затоа гледате дека моментално се уште не сум имал време да го направам тоа за ААВ, но па затоа на пример успеав да влезам во Uniswap. И затоа на пример таа категорија ми е покриена. И сега кога ќе остане да погледнам, значи јас би требало да се фокусирам малку повеќе на спорткоин, во оваа ситуација пак ти кажам, значи Chiliz, тоа е мојата одлука. И да речем некои категории кои што ги немам, exchange коини не сакам да имам затоа што не гледам поента да инвестирам во менувачици, гледаме сите како завршуваат без разлика колку се големи. Store of value тоа ќе биде здраве кога ќе правиме крај на овој bull market, прави се коини во моје портфолио не доаѓа во превид, не сакам да ризикувам, меме коини исто така, но повторно, значи има одредени како што кажав категории кои што сакам да ги надградам. Затоа значи фокусирајте се на она што навистина верувате. Значи оние проекти кои што ви се истражени и стварно верувате дека ќе може да напредуваат. Значи некогаш ќе пропуштите некој проект, еве на пример јас многу ми е криво што го пропуштив Avalanche, многу ми е криво што немам ААВ, многу ми е криво и за некои други, но тоа е реалноста, не може да имате се, така. И затоа што ќе напоменам, фокусирајте се на оние кои што навистина верувате. Уште еднаш, ова е мојата алокација. Во текот на утрешниот ден се надевам ќе успеам да направам видео за наредните 6 токени, а тоа се Polkadot, Render, SingularityNet, Uniswap, Optimism и Hedera. Да? И ако има повеќе интерес, може потенцијално да направиме уште едно видео за овие останати, ако не нормално во некоја друга прилика, но дефинитивно утре, се надевам утре, најкасно други ден ќе го добиете второто видео каде што ќе разговараме за овие коини и токени. За крај, како и секогаш, мораме да се одјавиме соодветно, значи сите оние кои што се нови на нашиот канал, знам дека е малку збунувачки кога гледате вакво напредно видео, едноставно изгледа како да не знаете ништо, но затоа имаме 946 видеа, имаме еден куп едукација, само погледнете го прво видео на врвот на самиот канал и ќе ви стане јасно што и како треба да следите од нашата програма. На тој начин многу едноставно ќе може да се вклопите во целата оваа програма на каналот. Нормално сите оние кои што веќе го следат нашиот канал, а можеби не ги знаат овие работи, под секое видео може да најдете битни информации, каде што може прво да ги најдете нашите социјални мрежи, каде што објавуваме многу информации, би ви препорачал да ги заследите нашите социјални мрежи, како би ги следеле сите овие дополнителни информации кои што ги објавуваме, нашите дополнителни два канали, Odyssey и Rumble, кои што ги имаме нели за секој случај оваа материја да биде заштитена. А гледате и сами дека се тоа го работиме буквално бесплатно за вас, така ќе продолжи и понатаму. Значи се што бараме од вас е мала поддршка со лайк, шер, subscribe, комент. Значи тоа се основни најмали работи кои што може да ги направите со цел да ги помогнете алгоритмите на овие видеа да ги прошируваат што повеќе овие видеа на повеќе македонци и на тој начин да едуцираме што повеќе македонци во однос на тоа што представува криптотехнологијата и колку голем потенцијал има за профит во нивните портфолија. И дополнително, нели, знаете сами, не завршивме официјално со алткоин недела, остануваат уште неколку коини кои што ќе бидат постепено обработени, но за жал, нели, мораме да се вратиме на стандардна работа на каналот. Успеавме да обработиме 4 коини, останатите не се заборавени, ќе бидат обработени, но постепено. И за крај, знаете и сами, значи ние не бараме ништо од вас, никогаш не сме наплатиле, никогаш нема да наплаќаме, но доколку сте одлучиле да не почестите за нашата работа, веќе еднаш успеавме да го направиме тоа, значи направивме акција во која што ги дониравме сите ваши донации кои што ни ги пративте на овие блокчейн адреси, како нели мал токен на поддршка, а ние тоа го доставивме до една црковна организација, има соодветни видеа, погледнете на нашиот канал, каде што дониравме во оваа организација со прехранбени продукти со цел да може истата да помага на што повеќе македонци назад во Велес и планираме втор пат да го направиме истото преку Купи ми кафе апликацијата, каде што повторно околу 500 евра се собрани од вашите кафиња кои што ни ги купивте и истите ќе бидат повторно донирани до истата оваа организација кога ќе се вратам на 18 мај, со тоа што во утринските часови на 18 мај ќе биде направена оваа нели организација, значи оваа добротворна акција, а во попладневните часови после донирањето ќе купиме неколку гајби пиво и ќе ве чекаме на пиво кај Даскалот пред големата фудбалска арена во нели градскиот парк на Скопје, каде што би сакал да се сретнеме и да споделиме нели неколку прашања, некое пиво, да се најдеме како пријатели на една пријателска средба. Како што кажав, значи јас не сакам да зборувам пред македонци на бина. Вие не сте ништо помалку од мене, јас ве гледам како браќа, како другари и сакам да ве сретнам како такви, значи да се најдеме еднакви, да пиеме пиво и да разговараме како пријатели. Така да се надевам дека ќе се појавите на 18 мај во 6 часот попладне после оваа организација и се надевам дека ќе си поминеме убаво. Тоа е за некои 2 недели од сега.
Јас очекувам добра дружба. Благодарам на сите, се гледаме утрешното видео и поздрав од Крипто Геймиџија. А да, и пред да завршиме, нека е за многу години празникот Великден, Христос воскресе и нели, само вака да си славиме заедно па со многу успешни бул маркети. Поздрав и нели, се гледаме во следното видео од Крипто Геймиџија.